Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи, вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 1 час и 45-46 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Пред еден месец имавме 100.000 следбеници, претплатници или сабскрајбери и по повод таков настан, голем настан за емисијата во Центар, еден дел од гледачите на емисијата во Центар бара одредени интервјуа со која всушност би им се одолжил за довербата во изминатите 20 на години. Размислувавме, анализиравме и довевме до еден заклучок дека од тие 100.000 претплатници најголем дел довербата му има дадено на интервјуата со Томан Врамски. Досега се снимени некаде околу 10 интервјуа, односно 8 интервјуа, плюс 2 кои се сега снимени. И има околу 1,8 милиони прегледи, значи гледачи на интервјуата со Томан Врамски. Така што по повод 100.000 претплатници на емисијата во Центар, ние ќе имаме 2 интервјуа со Томан Врамски. Првиот дел сега е 1 час и 45 минути и вториот дел наредната недела некаде околу 1 час и 25-26 минути. Одлични интервјуа, останете со нас, сигурно нема да зажалите. Пред да го погледнете првиот дел на интервјуто со Тома Врамски, стиснете лайк, стиснете сабскрајб на емисијата во Центар, за да можете благовремено и навремено да ги добивате сите информации поврзани со емисијата во Центар. Останете со нас, нема да зажалите. Добро вечер, Тома Врамски. Добро вечер, Васко. Како сте, што правите? Добро сум, дојде сум од Скопје, од Белград дојдов. Седмо интервју, до сега 1,8, приближно 1,8 милиони прегледи. Да, планираме ова да трае некаде околу 1 сат и 20, 1 сат и 30 минути, да не претеруваме, нели, да не биде од две продолжителности, ќе видиме колку ќе можеме тоа да го исполниме. Кога ќе направиме 3 милиони, ќе може да се пензионираме. 3 милиони прегледи ќе престанеме. Тогаш ќе престанеме и ќе може да се пензионираме. Може, така што околу 1,2, 1,1 милион не треба прегледи, тогаш веќе може да одиме во пензија. Имаме време и ќе го постигнеме тоа. Што се случува на Балканов? Што се случува? Моментално завршивте затиши пред бура. Завршивте нели последното интервју дека УДБА се враќа, дека децата на УДБА се враќаат со теза нели ново дете ќе треба во Македонија и тоа го пишувавте на социјални мрежи. Да, па и тоа се и очекува. Значи засега постои отпор некаков. Уште не се знае кој е играч, поточно. И може би да се случи да ние сега со локалните избори, ова година да имаме парламентарни воредни избори. Ништо чудно. Може да има, може да бидат направени. На таму одат работите како надвор се збори. По обавештајните служби, тоа е... И ќе биде многу важно, нели, кој ќе биде прв човек на Скопје. Многу битно е тоа. Ќе биде прв човек кој ќе е градоначелник? Па многу едноставно. Сега нели постават многу манипулација кој ќе биде кандидат од ВМРО ДПМН. Да. Значи едноставно најсериозен кандидат е Орце Георгиевски. Градоначалникот на Кисела вода. Градоначалникот на Кисела вода. И кој стои зад него? Па зад него стои татко му. А за татко му? Татко му заедно работел со Нада Мијалкова, мајка му на Никола Груевски. Односно Нада Груевски. Нада Груевска, мајката на Никола Груевски. Таа работела како медицинска сестра во болницата, а тој работел како гипсар таму. Под скршеници. И се интимни пријатели биле со години. А зато гипсар го викаат. Да. Ја мислев гипс картон редал нешто по становите, значи он гипс ставал на нозе и на раце. На нозе и на раце. На раце и на нозе. И така тој е дојден, Груевски го ставил него во почетокот Унија на млади сили на ВМРО. И сега го буткаат. Мисля, они ќе биде, Хајмицко се врши притисок да биде кандидат за градоначелник на Скопје. А нема да биде Пирински. Тоа што ти велам. Даниела. Децата на комунизмот. Тука и Мијалков стои зад него. И Мијалков. Да. Даниела Арсовска нели заврши. Заврши, она е готова, одиде. Тоа беше една полициска структура која стоеше зад неа, татко и крајни делекти во СВР Скопје. Така и ништо, што направило. Сега се врза со Дуи, се врза со Блерин Беджети, целата таа екипа, така нели да си заработи пари, едноставно. Тоа или да си заработи пари, или тие да ја лажат дека ќе ја спасат од судски... Не може да спасат, ако... Оначе е интересен случај. Мисля дека ќе е интересен случај. Да, мислам оти она нема така да остават на мира. Многу е уложено во неа. ВМРО уложи премногу во неа. И таа не им врати. И таа ништо не врати. Таа ги дури
ги едноставно ги обрука. Рейтингот на Мицкоски тогаш падна со кандидатот на градоначалник на Скопје. Тоа го гледавте ли интервјуто со Јордан Јоцо Ристевски? Го гледав. Нели зборевме, Да. кога ти реков земи покани го пошто он е интересен Тој се лик. јавуваше, нели? 20 Како- години с него кане во како- емисија. точно, на он е- ваше нели барање беше поканет. Да, и он е минатата интересен лик, ти реков дека он има разноразни администрации, има работено во Македонија на свое време Македонија табак. и на одговорни места, а поготово во Македонија табак и табак осигурај. Во претходните емисии зборевме за Јордан Ристевски, Да. дека тој е в тогашно време вториот човек на табак осигурање. Кај што е Весна Таковска. Да, и он предлага да Весна Таковска ја да вработат во табак осигурање кај брати, пошто Стефче Коцевски, кој е директор на Македонија табак, е брат на Весна Таковска. И не мислејќи дека ако ја вработат Весна Таковска во табак осигурање, дека ќе му го земе местото на Јордан. И така станува конфликтот. Да, и така И станува сега е брзо еден конфликтот. конфликт, Таа постанува генерален директор, а тој постанува втор човек. човек. И тука всушност заедно со Јордан Ристевски, нели како што Да. го нарекуваат Јоцо Ливада, а тој Да. нели негира дека го нарекуваат Јоцо Ливада. Нарекува го некој новинар го беше нарекол, Да. тоа вистина Да. е. И дека вие тука влегувате во некој конфликт со Лупчо Георгиевски. Ајде да Да. почнеме од фирмата Тивамекс и Тивамекс 1 во Стара Загора, значи две фирми кои постат. Е, Не беше вака. да објаснато во интервјуто со Јордан Ристевски, Значи, можеме јас- ли со вас тоа да го објасниме? Сите знаат дека јас работев цигари. И јас имам со и ден денески имам со Булгар табак договор за износ на цигари. И така го имам сретнено од Тинко Василев. Тоа е фирмата Тивамекс. Тинко Василекс. Да, така се вика човекот и затоа се вика Тивамекс. Тимко, значи Тивамекс. Он е огромна сериозна фирма која се бави со трговија на цигари и најголем откупник е на житарици во Бугарија. Сите големи силоси во Софија, во Варна, кај се житариците во Бугарија, тој ги има, негови си. Имаше некој потатој дека од Пазарџик по потекло е. Да, од таму е. Па таму е најголемата улјара. И тој има дел и во неа, прават рафинирање на зејтин. На Зејтен. Да, него е. Са не знам 100% ли е или е 50, не знам Како се менува тие работи во Бугарија? Се менува, тоа е се нормално, он продава, е многу се дава. сериозен бизнисмен. Значи сериозен играч. И тие стапуваат во контакт со него. Кој? Лупчо Георгиевски преку луѓето негови од Бугарија. Значи Лупчо Георгиевски преку луѓето него од Бугарија Да. стапува во контакт со Па Тинко- затоа Костов му дава 1 милион марки донација на Георгиевски во Благовестие. Тој круг на луѓе. кој Костов. Па премиера на Бугарија. Бугарија, Иван Костов. Да, Иван Чисто- Костов. Он му дава на Благовестие на Снежана и уплаќа 1 милион марки Донација. донација. Пошто е заслужила она тие пари? Контакто Тинекс. Тимко Василев. Тимко Василев. Тим. Тивамекс. И тој постои. А он е Тивамекс ЕОД Софија. Значи Доел, ОЕДС. Да, и е Доел. Доел. А имаш Тивамекс Стара Загора. Тивамекс едно. Едно. Што и кад бугарите. Они го прават Тивамекс едно, Лупчо Георгиевски го прави тоа. Ја регистрира фирмата во Стара Загора и му додава само единица на крај. И сега тоа Јордан Ристевски, кога барал во Централниот регистар на судот во Стара Загора, не се могли да го најдат како Тивамекс само, Бидејќи ама има го Тивамекс има Тивамекс едно. едно. И он не ти кажа во емисија, он ја подмитил жената во архиво, 500 евра му зела, 1000 лева. Тоа се 500 евра си 1000 лева во пари Значи во си Грцки. платил. Си платил и таа му дава судското решение дека фирмата е регистрирана. Кажуваше дека бил внатре црнен джип Да. BMW чекало Не е бил ни на джипа, она мислила може да се мутри. Дека се или мутри, мафијаши. дека се мафијаши. И ајде 1000 500 евра во джеп или 1000 лева кажано. И тоа од 2 червени до 500 евра се стигна, значи Тоа се гледате многу кој е пари. тоа, кој е тоа трансформација. И во градот на Липите, ние што викаме Стара Загора, Загора. и Јордан искача со документите. И ги наоѓа документите. Да. А основач на таа фирма е Лупчо Георгиевски. Таен или јавен основач? Таен основач е Таен он. основач. Што планираа да прават? Ванчо Евтимов ги води сите документи. Тој е слагачо на слово Делчево. Нели, единствен премиер в Македонија што имал неписмен советник е тоа Лупчо Георгиевски. Ванчо Евтимов има 3-годишно образование
и слагаше во печатница слова, кога штампаш нешто, тој изреди буквите. Затоа што беа метални, не беа кај нив. Подосна ви викате дека до Тузла заврши така. Така, он со еден царинарник завршува четврт степен, за да има средно образование. И тоа е советник кој е премиер Лјупчо Ѓорѓевски. Да, советник ги плата зима, имаше канцеларија во влада, сите го знаат. И сега му ги сите му ги движи тера и работи. бизнисите. Сите, она кој има регистрирана фирма Бугарија, 1, 2, 3, во Грција, на Кипар, тука, о мој главен, он е црната кутија, ја што го зборев, тоа е На Лјупчо вистината. Ѓорѓевски. Тоа го сите знаат. Сите пари и донации што имаа завршено во ВМРО, не се во касата на ВМРО, него се кај Лјупчо Ѓорѓевски. Тоа е истина. И добро, Томо, Тимко Василев. Да. Тимко Василев. Какви цигари тргува, бидејќи тука Значи, тие што прават, они поставува устав, треба да најдат простор за да прават цигари за него и он ќе ги износи. Пошто он има линии и контакти во контрабанда, тоа се вика кога се шверцува, и по нарачка ќе прават цигари какви кажат. И тој им обечал, пошто тие барале од него да им штампа кутиите. И тој им рекол дека во Измир, во Турција, во Турција таму ќе се штапаат кутиите за цигари и филтрите и хартијата. зошто во Измир? Пошто Зошто во Измир? градоначалникот на Измир е потекло турчин од Македонија кој е иселен таму в тогашно време. Во тогашно време. Да, и тој таму живее. А тука контакт му е Бранко Мустачки од Берово, кој го чуваше лав кога Лупчо и Снешка идеаше да шета вонко од државата. Бранко и жена му го чуваше лавчето, детето, синот на синот. Лјупчо Ѓорѓевски. Му го чуваше детето. Значи, И тој тој го пратија него таму. Значи тоа е врската со Измир. Да. За да Бранко се исклучиво залага за да доноси контакто и кутиите за цигари, филтрите и хартијата. Значи тутуното тукан или Да. тутуното Тутунот од Македонија. тутуното стокови Да, резерви. там бе. ќе се штампа лажни кутии на Малборо, фалсификат, тоа се вика петка во штампањето на цигари, и кога земеш баркото Добро. на Малборото, ако последната бројка не е петка, знаат ти е фалсификат. Да го знаеш тоа од Последната бројка на петка, на баркод. на Мора да е петка. на бандеролата? Да. На бандеролата. Има си баркод цигарите. Не, Сите не пушам, цигари. јас не Не знам пушам. за Цигарите има сите баркод. има даркот. И ако не е петка, Ако не- фалсификат. Сите фалсификатори се должни да стават друга бројка. Сега да прашам. Пошто иста боја направат на кутијата. Јас значи бев млад новинар и тога се говореше за петта лента. Македонија табак, петта лента, тутунски комбинат Скопје. Што значеше петта лента? И тука се правеше. Да се стави петка на крајот. Тоа е петта лента. Да, да. Иако е, тука се правеше оригинал цигарите. Шудурков ги правеше. Само не голема количина. Мало. Тоа го знаат вработените во Тутунски комбинат Прилеп. Кога се прави Лорд, партнер, МТ, цигарите, пушта се Кент се правеше тука. Кент, пушта се Малборо и там ги лажат, оди тоа е со лиценца на дозволена лиценца на производача. Не е тачно? Значи тоа приватно, во Приватно и тоа Приватно оди, се правеше. оди или за Црна Гора, или оди за Русија. Добро. Тинко Василев беше за Малборо или не беше за Малборо? Он сите цигари ги работи. Сите цигари ги Сите, работи. Филип Морис комплетни пак. Филип Морис, значи целата гама на Филип. Цела. А Булгар? А Булгарта пак е посебна фирма, тоа е многу силна фирма беше во Бугарија. Тоа ја прашам, какви На беа жало што ја односите? продадоа. Какви беа односите на Тинко Фабриката е во Благоевград за цигари. Да, Булгар табак во Благоевград. И тоа беше голем сериозен. Огромна фирма. Сериозен Аз знам комбинат. там со Мишол, пошто таму и живеех до време. Многу сериозна фирма беше тоа. Добро, Томо. И се правеше, последно што правеше Булгар табак е Виктори цигарите. Виктори. Да, ама филтер, оној метален филтер, некаков за здравието. Да бидат Честити. во наводници поздрави. Поздрави и одеше Виктори одеше извоз за Јапонија. Би имате работено со Тинко Василев? Имам Што имате работено? житарици, шито имам работено. Жито имате? Со него и требаше цигари да работам. Ама пошто јас работев со Илија Павлов, немаше как со него. Значи вие со Илја Павлов работевте од мултигруп, а не работевте Со Тинко. Василев. А они, откако го убија Илија Павлов, тие стапија во контакт со Тинко Василев. Јас не сум знаел, после дознав. Дека Лучо направи контакт. Добро, сигурно. Ако Иван Костов
дава 1 милион марки, да, благовестие. Може да мислиш. А Иван Костов е во конфликт. Премиер на Бугарија. Е во конфликт со Илја Павлов, нели? Кој ќе победи, дали мултигрупките, дали на крај нели завршува со атентат Илја Павлов. Да, е губива. Значи, Тинко Василев е дел на екипата на Иван Костов и спроти Илја Павлов. Да, Значи, спроти него, различити клани. Тие се два клана различити. То се конфликти внатре во бугарските служби. Петто, шесто управление, како ги втора зависи, Илија Павлов работил втора управа. Второ управление. Да, и дедо му таму работил. И татко му. На првата жена. Да. И Павел исто. На Дарина. Да, бе, и Павел исто таму има работил. Значи тука, децата да се... Фамилиарно, они се тука сите се тука. И што е нормално, поверењето е важно тука во тие служби. Ке памтиме оваа теза, ке се вратиме на оваа теза кај керката на Ванчо Лазаров, нели, што беше сива еминенција, дедо на Вања Ѓурчевска. Кај што двете деца на две мокни семејства, комунистички или како да ги дефинираме, на крај нели влегува во брак и стана тоа што стана со Лјупчо Палевски Палчо, со Вања Ѓурчевска, со Панче Жизовски така натаму. Но да се вратиме тука кај Тимко Василев. Тој треба да гради фабрика тука или тие му ветува дека треба да има фабрика? Тој им вели, ако сакате со мене да работите, мора да имате погон за производство. А јас ќе ви нава половни машини за правење на цигари. И тие така го купуваа во Пехчево. Ово што е? Да. Комбинатот или како? Комбинатот, да, го купуваат. Вие зборевте за еден хангар за хала во Да, Пехчево. тој ги купува. Плюс ладилници таму доле нели во Малишевието и така. Бугарино ги купува. Јас дури јас пишував за тоа во 2003 година. Како се приватизираше во Источна Македонија приватизацијата за време на Лупчо Ѓорѓевски. Да. Овие се сведок весниците. Да, ова се во сведок. И тука имаме, например, ова плацови на водно кој е собственикот, ако се сеќавате. Ние во јануар месец објавивме кој е собственик на теренот. Беше Сонја Таковска. И 2003 година. Тоа е во јануар месец, првиот број 8 јануар. 2003 година. Да, јас го објавувам. Дојде новинаров, вика, шефе, имам тоа и тоа, викам, оди, ќе го пуштиме. И тогаш нели ги овини овие 6 мина во катастарска управа. Кај што беше жената на... Да, на Валентин. На шефот на кабинет на Лупчо Ѓорѓевски. На Валентин. И таму беше раководител Анđелко Теодосов, кој со компјутери работи на преправјање на имотни листови. Имате сите тие што се... Да, еве, тука се добро пишува. Дури оние преговори Лупчо Ѓорѓевски, Никола Груевски, после распадот на ВМРО ДПМН, една од точките на договарање беше да бидат амнестирани, да бидат вратени на работа овие луѓе. Така. И овој негов шеф на кабинет беше вратен во Министерството за надворешни работи. Да, ама не бил на голема функција, него... Да, не бил на голема функција, но Лупчо Ѓорѓевски за сите тие луѓе нели што беа се договори. Се договори со Никола Груевски. Така е. Да не бидат санкционирани, да бидат запрени судски. Тој го испоштува тоа. Да го испоштува. Му ги врати. Тому ние се договоривме, нема приватни работи за Лупчо Ѓорѓевски. Не, нема да што да збориме. Ни за ништо, значи, може за било што. Ние збориме тука е се со документи. Ето го пишува дека Сонја Таковска живеела на булевар Равно и број 114, 8 спрат. Добро, ајде за Тинко Василев. И тука е осомничената Тања Митревска. Тања Митревска. Она таму работеше, знаеш тоа. Таа сопруга на шефот на кабинет. Така. И тие завршија во затвор. Покасно. Завршија во затвор. Да. Тоа се плацува наводнено. Да, и плато се врати. Едно од првите афери кои Ето, тоа е првата афера на Лупчо Ѓорѓевски како чесен премиер во наводници, од он е многу чесен. Значи тоа е јануари веќе 2003 година кога тој паѓа. 8 јануари, јас го објавувам. И он тогаш не се огласи, ни демант, ни ништо. Тогаш вие станувате главен уредник на Јас станувам, пошто порано сведок го уредувавме сите новинари, редакцијско уредување. И тука нема одговорност. Една фирма, ако нема одговорност, тоа не е сериозна. И јас тогаш разговарах со Томче Кежаровски да дојде да е главен и одговорен уредник. Томче Кежаровски кој подоцна нели новинар, да. Во она афера. Ама он, пошто како се објави ова за Лупчо Ѓорѓевски, Мирче Ѓорѓовски беше тогаш катастер на катастер во Скопје, директор, му запретува Рамче и компанија на Томче Кежаровски и он не дојде на работа. Рамче е бодигардо на Лупчо Ѓорѓевски, шеф на обезбедувањето на Лупчо Ѓорѓевски. Од почетокот до 2002 година. 2003 година. 2002, 15 септември. После 15 септември прекинува. Не, тие прекинуваа во после нова година.
бодигардот на Лјупчо Рамче беше во некои блиски пријателски релации со Урко, бодигардот на Никола. Кумови, значи беа. Јас ги пишувам 2003 и Урко се женеше, тогаш свадба правеше во Александар Палас и они од таму ми се јавуваа, ќе те средиме ние тебе. Викам, јас ве чекам, кога сакате. Тука сум, не ми се плашам. Кај газда Штерио, во Александар Палас. Да, таму, Урко правеше таму нели ќе го затвара Штерио, нели ќе му го зима Фершпет, нели ќе му правеа, они правеа свадба. Платил, тоа да знаеш едно. Требаше Груевски, нели се фалеше дека ќе го затвори Штерио. Знаеш зошто не го затвори, пошто му дава 3 милиона евра за кампањата. На изборите 2006 година. Да. И затоа, пошто јас му рекох, абе нема шо да го затвара Штерио, затвори ја Чераца. Она ги води финансите, Штерио шо знае кај она плаќа, што плаќа, кај нели и тоа. Папирите се важни, во една фирма кој води финансите. Кираца Трековска е мозокот на приватизацијата во Република Македонија. Да. Беше член на, иако беше втор човек во Фершпет, таа беше член на управен одбор на Агенција за приватизација, која се приватизира сите овие компании. Така, значи се јасно ти. Значи она е мозок жената, не е она тоа за подценување. Кираца Трајковска е мајка на Гоце Трајковски. Да. А Гоце Трајковски е човекот кој ги наоѓа снимките за Вања Ѓорчевска. Точно и Лјупчо Палевски Палчо. Точно тоа. И кум на таткото, значи кум му е таткото на Вања Ѓорчевски. Да. Знаете како се изврзани сите. Они се зближени, сродени. Како се изврзани сите овие, како се изврзани. Кумови. И пази, тоа е најголема фирма што профитираше за време на ембаргото во Македонија е Фершпет. Значи тие през ден возааше воз нафта. Тоа е 1100 тони. 1200. Значи колку вагона има конвој. Од 1000 до 1200 тони. Како на слободни цистерни. Тоа го работеше Штерио. И ние тогаш дознахме, нели ти зборев во претходните емисии, колку ги има пари за транзит од Гевгелија до Блаце. До Блаце. На Блаце, да. Така им се фактурираше на Блаце. Да. И взимаше 134.000 марки по воз. 134.000? Да, само за транспорт и манипулации. Добро, Томо, ќе го отвориме тоа прашање, тука да не ни избега тема. Значи, во Пекчево треба да биде центар за правење на цигари. Да. Го спомнувате бодигардот на Лјупчо Ѓорѓевски Рамче. Да. Тој е веројатно интересен во целата оваа приказна. Најинтересен. Според некои пишување во медиумите во Република Македонија, сопругата негова е главна на ова асоциација. Комора за детективски обезбедување, детективски агенции. Или агенции за обезбедување. Агенции за обезбедување. Таа ги дели лиценците. Тие агенции за обезбедување добиле одредени лиценци. Тоа што случува во Пулс 20, Пулс дискотеката во Кочани. Да, исто тито. Значи тоа е таму. Значи тие мора да имат лиценци добиено како ќе функционира. На чело на тоа тело што ги дава тие лиценци сопругата на бодигардот на Лјупчо Ѓорѓевски. Тие се јавуваат и као конјичка федерација, кај овој што на Крушево. Конјичка федерација и што организираат во Крушево, тоа е едно, и овој што е основа за падот на поранешен директор на Агенција за национална безбедност. Добро. Русинот или украинецот кој доби македонско, Онишченко или како се пише македонско државјанство. Добива како голем шампион во конјички спортови, значи тие дават барање за да добие македонско државјанство. Гледате? Точно тоа. И Рамче затоа чува коњи, он се бави, он има ергела за коњи. Чува коњи. Да, така сега не знам. Што станува со таа фирма во Пекчево сега? Во Пекчево таа фирма ја купува Митко Димитар Бенишев. Или Митко Бугарино? Митко Бугарино, во Пекчево е фирмата. И тој го купува целиот погон. Тоа е новите погони на Стаклара Пекчево. Тоа се нови објекти, никој не влегол внатре. И тука се гледа возилата на Пеком. Пошто тоа е огромна фирма. И тие овдека треба да прават цел погон за производство на цигари. Значи јас тоа објавено. Тоа е објавено. Значи не Тутунски Скопје, не Прилеп. Не. Во Куманово имало некои правил диви цигари и тие сакале поголем погон за производство, Рамче сакал. И добро, ови што е Тимко Василев. Тој вели, вие најдете погон, јас ќе ви дам машини на старо. Не, они не може да дадат до машини, ама тој може. Пошто сите големи фабриканти, како Булгар Табак, како Филип Морис, тие ги модернизираа фабриките. И кога ја сврлаат старата опрема, ја продаваа.
Партнерот од Измир треба да им обезбеди хартија за цигарите. Се комплетно. Комплетна логистика за пакување. За пакување на Да, цигарите. фолијата, пластична, филтри, цигари, кутии, се комплетно. И че тамо треба да се пакува Малборо. Да, и тука треба во Пехчево да го прават. И Малборо Пехчева, значи. Малборо, Пехчево, и тука е смешан и Смиленски со тоа. Мето Смиленски. Да. Методија Мето Смиленски. Да, пошто... Да се извинам. Значи Методија Мето Смиленски рековме дека заменик министар за Од Малешевијата да, роден. тоа од Малешевијата, тој беше голем шеф, значи шеф на стоковите Државните резерви. Државните резерви Директор. на поранешна СФР Југославија. Директор на СФР Југославија, беше директор на робните резерви. Близок до поранешниот гувернер на Народна Борко банка Стојноевски. Борко Стојноевски исто така. Ние го викаме во Беров Гранчарски. Гранчарски. Така знаат гледачите од тие Беровчанец. И тој живее надвор од градот во... Мето Смиленски, меѓу другото, имаше експорт-импорт банка која требаше да биде затворена од страна на гувернерот. После таа експорт-импорт банка, па беше купена, па кредитна банка, па Алфа банка. Па се открадоа многу пари од таму. Па сега тука произлегува некоја Silk Road, или како да ја дефинираме банка, па некој поранешен министер во влада на Груевски тамо се спомнува дека има, колку е тоа точно, колку не е точно, дека тоа му била една од причините зошто не станал гувернер денес на Народна банка. Ништо чудно, тоа е трпески. Но не е трпески, друг е. Друг ли, не, Друг е, има многу приказни, колку се точни, нели? Тоа се има истрага, треба тоа да да се... За него се... имаше, пошто Трпски го притвара, само не знам зошто. Не го притвара, да, за неколку Ама не знам работи. зошто, значи. И тие го Па купуваат тоа. И Македонска банка и така натаму. Така, па после ја зима ВМРО. Маријан Бојаджиев беше директор на Македонска банка. Сега што е ректор на овој универзитет, Да. кај што е Стево Пендаровски. Тој беше таму. Кај што е Димитар Ковачевски, значи. Да. Таму Војо Михајловски шофер, ако се сеќаваш акции и реакции. Маријан Бојаджиев беше најдобар Директор на- пријател со синот на Борис Стојменов, кој беше министер за финансии. Да, И така му ја дават Македонска банка. да. Кога Уставен суд носи одлука дека партиите не може да имат одреден имот, тие мора да ја продат Македонска банка, Печатница Гоце Делчев Сето и тоа. некои други фирми. Да, и ги даваат таму На своји лојални. Точно. симпатизери. Бојаджиев е директор тогаш на Македонска Македонска банка. И таму стечајни управник е Кока Кацарски. Кога Кацарски. Никола Кацарски кој беше директор на платен промет. Исто така од Берово. Стечај. Значи све тоа поврзано. Се е Беровци. Значи, името- Гувернер е од Берово, Да. директорот на СДК од Берово. И Мето Смиленски. И Мето Смиленски. Мето Смиленски, меѓу другото, значи освен тие банки, нели, има приватизација направено на Центро. Кога говоревме во емисијата, нели за да ги врземе тука за да Врзи ги подсетиме слободно, гледачите, слободно. Кога говоревме во емисијата за атентатот на Киро Глигоров, Да. вие рековте дека од тие канцелари на Центро, Таму- што се на Даме Груев, Даме Груев. дека од тука поминале покрај пасажот, Тука седеле тие што го активираа бомбата. Што активирале Пера бомбата. Опачич, Лаиновиќ и Бодисавлевиќ. Бодисавлевиќ. Тој им издал стан. значи 100 квадрати беше квадрати. повеќе. Тоа е И тука времето живееле за време на ембаргото. на ембаргото. Тоа е период 93-та, 94-та, 95-та, 95-та, 96-та. И после ги нема. После ги нема. Потоа што доаѓаа во Македонија. Значи тие се симнуваат од зградата, значи тамо кај што им е станот на Даме Груев, Ту поминуваат право покрај доле, пасажот да чоше и активира и си оди. и си заминува. Да. Значи за да нели кажеме како го има спомнато Мето Точно. Мето Ама Смиленски. тука го не заборавивме. Најголеми далавери во тоа време, пошто Македонија немаше девизи, немаше апсолутно никакви девизи, тие, пошто Македонија беше влегнала во платни промет на Југославија и беа отпечатили повеќе динаре југославенски, и сега треба, пошто се осамостојува државата, треба да врати колку пари има. Ама ти има повеќе пари. Да се раздолжиме. Да, Значи да се имавме раздолжи. повеќе од колку што треба. И сега почнува трка. Почнува шверц комерци на пари. Српски, југославенски динари се менат на Косово, се купува сегде девизи во цела Црна Гора и во Косово се откупува сите девизи за динаре. И така се прават тие 10 милиона што Јордан ги збори, како берза. Данчо Шутурков. Да. Нема берза. Данчо Шутурков и Мето Смиленски што ги Да. спомна. Тоа се тие пари. Дека Смиленски е- динарите југословенски кои Да. се повеќе отпечатени, Да. тие одат да ги сменат за марки Они ги сменили тие пари се во Аустрија. во Австрија. 10 милиона, од кои 5 треба на Македонија Табак Смиленски да му плати тутуну, што го изнел, Што го изнел а 5 милиона он си ги задржува. за себе. Па пошто се од тие пари, никој не одговара.
Тие се пари на црно в Македонија. Тоа што правеле овие луѓе. Што иска си правили? Абе што Тука правеле? тоа е било под подковител на Чамински, нели тој е потекло од Владимирово и е бил главен човек на МУП, на Министерството за внатрешни работи. Тој долго време И беше Зетму на него е водил цела операција. Тој беше- Зето на Смиленски, на на Чамински. Чамински. Тој долго време беше еден од главните играчи во Скопски Вардар, фудбалски клуб Вардар, нели Чамински, да. колку што ја се сеќавам. Тој. Во негово време, нели Тој. тој крајот на Тој е од комунизмот. Владимирово и они така и купуваа сите, они купиле са повеќе пари. Значи ти има купено над 50 милиона марки на Косово и во Црна Гора, ама 10 само дале тука. 10 5 дале на тука. Данчо Шутурков Пет и на- го платиле Тутуно, не му дале на Данчо ништо. Ти Смиленски должи 5 милиона марки за Тутун. Значи печатот Ги плаќа и Шутурков си ги Во Прилеп носи. печатот поише динари или не знам каде печатот поише динари. Во Белград они си порача Во од таму. Белград, во Да. Топчидер. Да. Во Топчидер си нарачале повеќе. Тачно. Тогаш и добиле- словенците влегоа и ние. Така беше. И он со тие пари купуваа по Србија, тогашно Косово и Црна Гора, девисите. Штицунг. И 50 милиона плаќај. И тука доади кавга, возачите, што терале камионите со пари. Со камиони со пари. Овие во шпедиција. Двајца возача, едно е покоен, другиот е жив. Тие се скаруваа со Зетпу на Чамински. Чамински. Они си бараат дел, они им обичали 2% од изнесените пари. И не ми ги дават. Не им даваа. А они ризикуваа, ако ги фатат на косовска граница или во Косово кога носат парите, српската полиција ќе ги затвори, ќе затвор. Ништо не им даваа на беровските возачи. Тие џабе возели. Парите ги зима Зето на Чамински. И гради хала во Берово, прво Владимирово, како пилана нешто. Ништо тоа никаш не преработи. Тоа е фасада. Ова екипа на Борко Станоевски, на Мето Смиленски, кој се врзал со Бошко Костич, Добро. а Бошко Костич беше втор човек на Прогрес во време на Милошевиќ Тачно. и беше втор човек на она банката во време на Милошевиќ. И тој на Англо-Југослав банка го става да биде. Тој е заедничка банка, нели Сите, имаше Франкфурт, така е. нели Да. заедничка банка. Имаше Societe Generale и тие. Така. Он беше на Англо-Југослав банка, кој беше банка ставена под одредени санкции во време на Милошевиќ, бидејќи таму се смета дека се чувале парите Милошевиќ. Тачно. Народна банка на Република Македонија во време на Борко Станоевски дел од македонски девизни резерви ги чува во Англо-Југослав банка Кај нив? на Бошко Костич. И никој не знае со тие пари што се случи. Тој му беше и Нема во во таа држава ред нема. тој му беше и во Белбанка и во Техногаз или мислам и Прогрес, му беше заменик директор на Па, Слободен Мирко Милошевиќ. Маријановиќ, чеке. Да. Мирко Маријановиќ беше генерален директор на Прогрес. Да. Па стана после премиер. Така е. Јас од него купив 10 камион. Од Мирко Мерјановиќ. Да, масовете ги купив од него. Со потекло од Книн. Не со потекло од Белорусија, од Минск, од Лукаченко. Тој е тој да, тоа таму, да, таму. Подосна станува Така, прв човек премиер. прв човек на фудбалски клуб Партизан. Да, Во негово време го прават Земунело, овој што е спортскиот комплекс Тачно. Земунело. тачно. Значи вие купувате камионите 10 од 10 масови ги купив од Прогрес. Лукашенко. Тој, да, имал извоз за Русија и бартер работеше. Имаш и повеќе, само мен не ми требаше. И добро тому. Што станува со ова фабрика во Пехчево? Ништо ова фабрика, пошто нешто се случува кај нив, она останува така. Нели го убива Орце Коруновски во Варна. По налог на Митко Бугарино. На Митко Бедичев. Да, он е убиен по налог на него. Го убива кум на Митко Бугарино. И покасно Митко Бугарино извршува самоубиство во Софија, пошто кога бил во затвор, го затворија за убиството на Орце Коруновски, го заразиле со сида. И не е можел да истрпи, пошто е болен од сида, пошто умираш кога се разболиш од сида, и тој се самоубива во собствената куќа. Во Софија. Да. И тока тоа така останува. После жена му, после 2-3 години, јас спишував во тоа време, доаѓа во Македонија, оди кај Рамче и се договараа да го продаде ова. Таа му дала полномошно, тој продал се, а пари не зела. Има да зима. Жената на Митко Да, и Бугарино, не зборат, ето. на Димитар Бугарино има Не за зборат, земјање. тие се кувове. Добро, Орце. Кувове што си спијат со жените, какви кувове, не знам. И ми слушавме бомбите. Е, Слушавме бомбите. па тоа е. За Мјалко, за И Орце Камче. ништо,
Она не зела пари и не иде во Македонија жената. Добро, за Орце Коруновски сме почнале, не сме завршиле, можеме ли да го направиме? Може. Вие бевте близок до Орце Коруновски. Многу бе близок. И мене ми е многу жал што губија, него губија на маса во Варна. Јас бев утерен така, губија одел во Варна. И јас пишував за тоа. Значи, што сум напишал е вистината. Тоа е автокоманда. Живееше во автокоманда, не? Во тука во аеродром живееше после. После, да. Во почеток кај 3 бисера таму негде, во тие коли Живеел црвени. во автокоманда, така нели ми? Да, Не сум го знаел, живеел некои 50 метри од Да. не 5-6 години постар. После тука он дојде. Во Зошто го убиват? па после че дојде до големо ривалство, ВМРО губи изборите. А Орце беше СДС. Орце беше СДС? Да, тогаш да. Така е, истина е. Орце Коруновски бе? Со Бранко. Со Бранко Цренковски? Да, и тие се уплашија. Па нели има после минирањето на джипо на Лупчо Георгиевски, на Рамче джипо што го водеше Паджерото. Да. Нели му ставија бомба во аеродром. Да, имаше бомба во Е, аеродром. одма на 16 септември, кога беше 15. Значи, после Тоа 15 септември почна пресметката. Бомба. Во наводници на Да, подземјето, а близко Орце на губива на 22. 22 септември. Една недела после изборите губива. И губива во ресторан. Се плаша дека може нешто да направи? Да, тој ќе се врати тука. Тој избега од ВМРО. ВМРО го бркаше од Коруновски. Добро, Томо, како бегаат надвор од Македонија? Па ето излезеш на генерал Јанковиќ и те пуштат. На генерал Јанковиќ. Договориш ли се? Добре, Идеш на Прохорчински, кој те пита? Еве, сакам за две имиња да ве прашам. Едниот е Миле Хаџиски. Он тој искочи баш на генерал Јанковиќ. Учествувавте ли вие во бегството на Миле Хаџиски и во бегството на Аце Циганот? Вака сега, Пред јас не сум... неколку дена нели беше објавено дека наводно грчките власти пиша нешто македонски, дека наводно грчките власти го привеле. Ти кажа Аце кај Циганот тебе во во емисија. Добро. Миле Хаџиски го пушта Фрчковски како министер на полицијата. Ти му дава, пуштаа го да се брани од слобода за убиство. Да е слободен, да е надвор, тоа нигде го нема, али не знам зашто, како. Тоа е промашај на правниот систем на државата. Вие не му помагате? Не му помагам јас, среди добро. Ама јас се знам со татко, татко му беше подпуковник. Он е пат во емисијата реков пуковник, погрешив, лапсус направи, подпуковник беше, така и отиде во пенсија. И он беше во Косово, на пристински корпус главен. И вика, помогне, викам, јас мога да помогна, ама не мога да го изнесот. И он в затвор беше биле, притвор. Значи него го пушта да се брани од слобода. Да, они го пуштаат. И он си вноси во Берово пасош, тој Спекчево не беше општина, он си бара пасош да го издадат органите во МУП. И он на барањето на карточињата става слика од брат му. Уствари, он подноси со негова фотографија, а име на брат му пасош. И тие му го изготвуваа во милиција. Пасош. И му го дават. И он си заминува. На генерал Јанковиќ. Да. А на мене Фрчковски ми прача на Интерпол на градилиштето во Москва, дека јас сум го издел Миле Хаџиски, го чувам во Москва и ми направи толку голем проблем, прекинах со работа. Миле Хаџиски во Берово бара, завршува во Франција, завршува во Легија на странци. Да. Вие сами одвелите дека не можел македонец да влезе у Франција, во Париз, а да не помини преку вас или да не се види со ама јас вас? сум тука. Јас бев тука, јас се бев доселил. Помагате ли вие, Миле Не му Хаџиски? помагам. Он послушал како сум јас зборил со негов прв братучет. Да. И он така ги нашол другите луѓе. Но си директно отишол. Не сум му посредувал, што е вистина. Но сте му Ама кажали- он но сте- братучето, он си има прв братучет што ми е другар. И се оправил. Значи вие сте му кажале на првиот брат. Ами јас да си вика, кој иска да избега да не го врнат, нека и влеге на странци. Како треба да се избега? 5 години ќе ослужиш, добиваш друг идентитет и здраво. И се вратиш после. Да. Аце Циганот, тоа беше на убиство кај Зоил Македонија. Аце Цигано пред да напушта избега 97 ли беше тоа или 97, мисля, ние имахме кубицка вечера во Својмирово. Тоа е пред изборите 98. Пееше Кате, нели ти реков, Да. таа група. И Боре беше и поканил. И викат, ќе платиме ли заедно, викам секогаш, што јас и Борис Поповски, он или сега ќе плати, или јас, или пак заедно. Да не е на еден трошок. И викам, ќе плата. И Аце беше дојде во Својмирово. Викам, Борисе, ти од кога дружиш? Со Со СДС. овај. А викам, и Манеја Колевски дружи с него.
И јас доаѓа кај нас во Берлин бил. И вика има си проблем. Викам сега не мога да слушам, отивам. Кубицка е. Да. А утре ќе се разбереме. И јас така го запознав Аце Боцевски. Или Аце Циганот. Аце Циганот вечерта. Да. И он ми вика, јас и тебе знам, вака викам, ама сад немам време. Пошто сум зафанен, има гости. Ама вика, ти не сакаш, викам, не проблем, дај на дечко, викам, дај им пиење тушу, сака на наша сметка. Секако ние плаќаме со Борис. И тој утрета, после 2 дена го снема. И тој избега и беше во Пиреа, тоа знам. Во Пиреа во Грција. Кафичи имаше таму. Сум бил во кафичу. Ама не сум му помогнал да бега. Вела дека нашите грчките служби го враќале во Македонија, се Тоа среќавал беше и Белград за време на војната. Нели во Југославија имаше војна? Да. Он се движеше и во Белград. Имале други некои пасоши, сигурно. Дека со Љубе Бошковски имал комуникација така на. Можно. Томо, Можно е со него да има оти со Мане Јаковлевски, има и они се задгранично во Бомбаров. И Љубе беше задгранично во Германија. Да. И може би по таа линија, Хрватска Германија, да. да, може би по таа линија се дружиле. Не се ве прашал никога за Хард Рок, голема афера. Тој е првиот конфликт на подземјето тука во во Република Македонија, или се отворихме некои црни точки на подземјето, Орце Коруновски, Аце Циганот, Аце Боцевски. Така е. Хард Рок. Хард Рок тука, тоа си скопска афера, нема ништо со нив. Така? Нема. Не знам, не сум бил тука кога дојде гужвата. Не сте били тука? Не знам. Не можам да кажам со сигурност било што. Томо, Данчо Шутурков. Данчо го познавах најдобро јас. Вие велите дека он ќе добие 100 карнети. И ми се јави. Пошто едно да знаеш, значи да не лажат сите. Има книговодство. Цигари не може никој да вози во светот ако нема табак карнет. Табак карнет се издава во Швајцарија. Не во Македонија. Што значи тоа? Ајде. Тоа значи оди се врши контрола кај одат цигарите. Значи за да помине граница, табак карнет без мора табак да не има може. табак карнет. Другото е шверц. Се е шверц другото. Сега да кажете дека ако има табак карнет, Не е проблем, може да прогураш производство како шверц, не е без проблем. разлика што е шверц, тоа Ми тоа не се смета за шверц. Мире, и јас табак карнет ги плаќам во Македонија табак $1.500. По табак. По еден табак за еден тир, шлепер. За еден шлепер. 10,5 тона. 10,5 Толку тона. збира. Значи еден табак карнет 250 толку збира. 1500, значи 1500 марки. Долара. Долари. Он се плаќаше во долари. И јас си го плаќав. И сега јас имам потреба од 10 карнети, Данчо ми рече, че имам 60. Ама од таму од Швајцарија негаш му дадат 30, 20, зависи. Зависи колку има. Ти мораш да ги раздужуваш карнетите. Значи, кога ќе товари камион од цигари и кога ќе во државата каде ги стовара, секаде се удара на границите печати. И пак доаѓа во шоферот го доноси и ние го враќаме во Македонија табак. Ние имаме ата карнет за камери. Ние имаме ата карнет за камери. Значи одите во Стопанска комора, не во Македонија. Тука е табак карнет Македонија табак. Во Стопанска комора си плаќате, Да. остават одреден Како тир карнет. остават одреден депозит. Така. Доаѓате на македонска-српска граница, ви ударат и тие влез излез печат. И го даваш кој го здуши. Кога излезете од Србија горе на Хрватска, Точно. односно влегувате во Европска унија. Точно. Кога се враќате имате иста операција, а ако нешто е грешка од депозитот што сега го како ставиле, враќа? ви наплаќат казна. Он како враќа, например, ако се 100 карнети, потрошил 30. Он враќа 30, тие му даваат додатни 30. Он стално врти 100. Значи тие карнети Данчо ги дава. ги даваше Данчо Штурков. Он никој друг не можел да даде. Значи, другото се што приказки. ќе влези, што ќе излези, мораше да Тотална контрола. Значи, он дури нас не уценуваше да купим тутуне. од производителите. Нема, ако не купите тутуне, нема карнети. И тоа ќе го платиш некако сегаш и уценува луѓето, џабе го купуваат тутуно. Нема права цена, затоа што тоа е мафија. Тоа се знаеше цена, ако кажеме 3 марки, ние мораше да дадем 3,5, а не 2,5. А сега државата што прави? Дели има трговци со тутун. Така е. Па тие го убиваат селјаков со цена. Надкупците, купувачите, го убиваат земјоделецот. Овие големи играчи што ги спомнувате, Смиленски, Данчо Шутурков. Лопов Смиленски, Смиленски роден Лопов, најинтелигентен Лопов е Методија Смиленски. Тие беа соработници на службите? Смиленски, да. Шутурков е бил соработник, ама не за пари.
он е морал да биде соработник. Ама не е код ушилот и не имал потреба. Овие, да речеме, Технометал Вардар, големи директори, Баков Гуштеров, Трифон Сите. Костовски, Сите се Кецман. под контрола на државна безбедност, да не кажува приказки. Значи, јас работех со Генекс, не крија, значи, Микиć Савичиć беше директор. И генерал Попович ми вика, мали там, пази шта радиш, ово е удба, нема играње, оде глава ќе да ти одлети по пањ. Со Мики Савичиć. Да, Тој беше голем директор на Генекс. генерален директор беше. Мене ми Јово праќа кај него. Ево сега од Белград идам, бев у Јово дома. Мишко ми е како брат на мене. Добро, да му објасним на гледачите. Вие објавивте одредени фотографии. Да. Минатата недела бевте во Белград. Бег во Белград и Имавте, кај Мишко бевте дома. тамо, ве гледам дома. Дома. На Толстоја број 7. Толстоја број 7. Да, тоа е до Бели двор. Тој е до Белиот двор. Таму Јово ја купи куќата уште на времето. Значи, ајде уште еднаш да објасниме. За тие што прв пат... Ужичка стара. Значи, тој е Ужичка стара. Ужичка стара. Јово Попович е голем директор, шеф на Институт за безбедност. Он е бил и Титов двојник. Кај е Удба сметрала дека на Тито му прети опасност, Јово го дублира. Он е в колата, не е Тито. Значи, Да. дублер. Тоа е истина, да, бил е дублер на Јосип Broz Тито. Тоа го сите знаат во Двој- службата. или двојник, како би рекле- како би Двојникот на рекле. Јосип Broz Тито и Јово Попович. Јово Попович. Да. Тие се комши горе. Комши, нема ограда. Двор до двор, што се Па вика. не да ти изборех во прошлата емисија. Да. Мишко ми кажува, јас си многу живеа со него. Вика ја док играм се пудлама, пудлици. Јованка пудлици. имала две бели кутришча. И он додека Тито и татко во збораца, сериозни работи, државни работи, Мишко си ига с кучињата. И нема ограда, вика, немаме ограда. Како директор на Институт за безбедност, тоа е држава во држава. Он е се, он е Бог и батина. Тоа са, кога он добива задачата од Тито да го направи институтот, тоа са били ливади там, да знаеш тоа. Ливади. Кај и ВМА исто ливади. Војна болница каде е? И тоа се ливади. Тоа го се и ово Попович направил. Тому прави атомска бомба? Да, сега слушай, тоа Винча, они се покушали, ама не са имали доволно пари. Немале доволно пари. Немале, кажува, мисла, пошто он го силу, Мишко е многу голем специјалист, да знаеш тоа. Него го Јово прати во Русија да специализира 4 години. Во КГБ, Во КГБ. да, а после го прати во Кина уште 4 години, во следи. Еве фотографија, тоа го барав. А тука сме на сега во Краун Плаза тоа, Ова во Краун бивши Плаза. Интерконтинентал. После 30 години Мишко влегува во Краун Плаза прв пат. Тоа После е, 30 години. Значи, на А 15 тука јанари. жената на сликата е керката на председателот на Монголија. Да, тоа е таа. Керка на председателот на Монголија. На Монголија. Ова, значи, е Мишко Фратело. Да, тоа ми Или е Мишко повеќе од Попович? брат ми. Јас, значи, не ми дава да спијам во хотел кога одам во Белград. Еве сте вие тука на крај. Да, Томо ама Аврамски. сега му се сокрив и спиех во Краун Плаза, пошто на идење го сретнавме Мишковиќ. На 15 јануари 2000 година тука во тука- или во Интерконтинентал Старо е убиен атентатот Желко на Желко Знатовиќ Арка. Знатовиќ Арка. Да. Јас сум бил, значи Мишко не е бил 30 години во... Мишковиќ е овој што Да, Мирослав Мишковиќ, Мирослав Мишковиќ. е газда на Интерконтинентал и на Сава Центар сега. Татко Тоа е му- се реновирано. све реновирано. Не можеш да познаеш, јас се Татко загубив. му беше министер за приватизација или за трговија во влада на Слободан Милошевиќ. Не, он беше. Мирослав Мишковиќ беше прво директор на Таткото е тој. Југобанка. Таткото. Тоа е газдата. Тој е газдата. Да, Постариот. син му беше на патишта На патишта. на Мишковиќ. Да, сега што е на фудбалски клуб напредак од Крушевац. Да. Напредак од Крушевац. Ама се е него, следи са, се е на стари. Тој беше обвинет од Никола Груевски дека му носел торба со пари. Тоа е првите 2-3 месеци кога Никола Груевски, нели, борба против корупција, против криминал. Могуќе се Тој беше збушкаше за градба на Меркатор, требаше да гради нешто. Па и Па Меркатор. Делезе, тоа е маркетите на Мишковиќ, што Да. ги продаде после. Он ги продаде на сите. Да. Ти се се негови. Мишковиќ е опасна фирма, знаеш. Најбогат човек. Опасна фирма. Јас Банка знаем в Украина што Интеса, работи. Банка Интеса, значи Не сите само тоа. големи овие осигурување, Голема сега генерали, гради, значи, сите сега тие. гради 4 нови згради тука до
одма до Сава центар. Значи со нив се сркевате. Јас се видов сега со него. Вишко Фратело Ама не сум беше зборел пред за бизнис. 10-15 години Не заинтересиран. покани на ручек и влеговме ручек, тоа е ресторанот на него, он тука прима. Тука прима. Да. Значи ние сме гости тука, а не сме збореле со Мишковиќ за бизнис. Фотографија, нели, дека Не гледаш ти кој нема друг. да, дека ги знаете. Тие луѓе дека Нема Мишко. друг, нема друг. Јо Попоvić вие стално велите, Да, постојано кажувате дека Јо Попоvić бил всушност ваша влезница За во- се. за сите бизниси, Па големи бизниси. сега Мишко и кажува на оваа на Керката на она збори српски, пошто е мажена била за Србин, Дувица е сега. И он вика, мој тата е говори увек у институту горе у Зелена сала, свима, да македонец кад се родио, са мала матура се родио за вас. за тебе. За мене. За тебе. Толку ме сакаше. Ама јас и знаех да знаеш што. Тумо. Не ми дал ништо џабе. Јо Попоvić е еден од Миленик му јас бех, да знаеш што. а тој е еден од милениците на Јосип Брз Тито и на Да, Јованка, нема Брз. што, Значи тука- држава во држава. Држава Оттамо, во држава. значи вие ги правите сите тие ваши Сите еве сега бех за тоа да работиме со Русија и с Кина. со Русија и со Кина. Да. Тоа ќе ве прашам. Ајде сега да завршиме за ова. Значи Данчо Шутурков, кој голем шеф на целата ова, Па умира во Скопје после падот на СДСМ, победата на ВМРО ДПМН. Не се лечи на ВМА во Белград. и тука доносат таа тетрадка што Јован Ристовски збори. Тетрадката, тефтерот на Тефтерот Данчо Шутурков. кај царе беше. Кај Станко Цане Да, Суботич. Суботич. Шнајдерот, Он е столар по професија, поштено е. А Шнајдер беше во Париз, од јас му давах да работи на домисил. на Станко Цане Да. И он се богат, побогат од мене. Го имам јас видено и во Црна Гора, се Тој е од родното место на Драган Џајич. Мислам дека УП, ако не се лажат. Не. Могуче, чекай, да ме збури. Мислам, Можно е, чекай. мислам дека е, да. Да, од А не, во не Обреновац, не живееше во Обреновац. Во Обреновац. Ама може да е роден во УП, пази. Станко Цане Суботич Ништо чудно. има средба, нели она средба Не е кај Џајич. Кај Џајич е Двојаковиќ од Берово. Од Сумил. Јас со Џајич си живам приватно. Затоа. Она средба која е во еден Не е Станко од таму, он си од Обреновац. Кој е на еден сплав во Белград, кој Лупчо Георгиевски е премиер, кој оди во работна или официјална посета на Белград, кај што е Џеј Рамадановски, кај што е Беба Поповиќ, Да. кај што е Срđan Керим, кај што е Зоран Крстевски, тогаш вице-премиер на влада Лупчо Георгиевски и доаѓа Станко Цане. Со шо барам таму. Може да договарат цигари, ама не Па чака затоа ја каже. прашам, договарале ли цигари? Не знам, ништо чудно. Па дали они покушаваат? Па тоа е огромна хала, Васко. Значи, тие и со комплетна бугарите фабрика за пробувале, цигари. и со србите Он со пробувале. сите проба. И Како што да изборе, како уплатил на Трајчо шоферу 15 милиона во Њујорк, он е затоа на црната листа. Нели ќе го ослободеа? Кај е? Значи Лав може да оди, Снешка може да оди, Лупчо не може да оди. Добро. И ова тетрадка на Данчо Шутурков завршува кај Станко Цане Суботич. Да. Некој му е дал од тука. Некој Продавува. Некој му е дало тука. Да, овој Јордан Ристовски знае кој е тој. Значи знае и не кажува. Знае и не кажува, може да има интерес, кај знам. А точно тоа. И тетрадката е кај Цане. Таму е. Од каде тој Јас ја конфликт? видов, Од каде тој ваш конфликт со Лупчо Георгиевски и на Јордан Ристовски и ваш со Лупчо Па Георгиевски? како Васко, јас добивам тендер во Рекбитола. Од кај ви почнал конфликтот? Он ми дава тендер во Рекбитола да ископувам јаловина. И јас си најдов подизвоđач Перислед Битола, Силја Мицески. Значи фирма што има механизација, работници, се што треба. За да си ги вратам парите од кумитските вечери. И јас имах рок на искуп. И Сугаревски беше директор на Рекбито, пратеникот. И еден ден Сугарев, Силја ми се јавува и вика, не може да копаме. Како ви не може да копаме? Сега викам, ако не копаме, кога ќе копаме? Кога заврне снегли, кога ќе има слачишта. Пошто површински копал. Па вика, види си со ламбе. Го вртам ламбе, нема вика сопираме, речено ми е да чиста фактурите, кој што сработил. И пита си премиерот. Како го питам, он не ми дига. И на 22 септември, последната комиска јас ја плачам, пази.
Значи, на 15 септември што вика Бранко Црвенковски, јас се плачам кумицката во Валандово на 14 вечерта. Сабота, да се гласа. И сум ги собрал сите малешевци што се гевгелиско богданци се тука. Во хотело на Смиленски во Валандово. Јас се плачам 10.000 марки. И требаше од Рек Битола кога ќе сработам да си и покријам парите. Тие не ме пуштаа да влезам во Рек Битола, и јас така и кумицките во Својмирово, и во Пехчево, и во Валандово на джеп на мене 30.000 марки. И четвртата е во Делчево. Имам видеокасета, ќе ти ја дам да видиш. Ги ја платив. И треба се наплати Да. Јас сада влеза да си искупам и ќе си заработех некој динар. Јас ти давам спонсорство да заработам, а не да загубам. Вас ви сврлат од игра. Да, он ме сврлал, не ни дава да влезам и мене рокот ми излезе. Се смени власта, дојде Панде Лазаров, директор на Електростопанство на Македонија и не ме пуштили тој да влезам, пошто изминува рокот. Така, значи, почна вашиот конфликт со Да, Лупчо и јас Георгиевски. му тогаш тргнав на него. Ти де со мен ќе си играш, до вчера, дојка не стана премиер, он беше гладен, ненајаден селјак. Да знаеш тоа од мене. Сите го знаат тоа. Отидеше по цела Источна Македонија, он има джебови во панталоните, ама нема пари. Значи, ние му плачахме и јадење, и тренерки, и блузи, и патики. Бидејќи многу работи сте кажале, Да. сте дошли ли во допир со досие поет и досие кодош? Значи, поето е на доста. Ама едно да знаеш, доста Димовски е бугарски човек. Не, они треба да објават, јас не знам зашто не објавува. А друго, па не можам да сварам како неа наша македонска служба ја ставија министер на полицијата. Може да замислиш. А она е бугарски кодош. А Лупчо И после ја пратија во Бугарија да биде директор на Сдружение там На некако културен центар. културен центар во Софија, не е бил амбасадор. од кога ја И пази амнестираш? со неа оди, убаво ме следи. Ој на аналитика од ДБ Величковски добре. Добре Величковски. Он оди таму со неа. Зошто, како, која комбинација? Што и Добре Величковски беше во културниот центар во Да, во Софија? кај неа. Добре Величковски беше еден од играчите што одржува контакти со Ванчо Михајлов. Со Вида. Да, со Вида. Шо бара он со неа таму? Не играхме с него табла ту на една перална. Разбираш ли бе? Јас се зачудих кога едни луѓе ми кажаа дека тој е во Бугарија. Добре Величковски. Да. И работи таму, испратен од државата, не е он туриста. Добре Величковски станува шеф на ДБК после Слободан Богоевски. Тачно. Значи во негов период се случува атентатот. Сето тоа. Атентатот на Кировлев. Сето тоа. И виж, сите се они недужни. Не знаат, не знаат. Ма не ни знаат, слушай, они се се калпави. Не ги бива. Јас да ти кажам, наша служба е најлоша служба. Никако. Го гледате. Ако видите досие поет за доста, ако видите бугарска. Па како они служба, Лупчо не го ако открива? дојде на чело на Министерството за внатрешни работи, еве Лупчо Георгиевски, вие велите дека Лупчо Георгиевски не работел за наши служби, нели Па не работел за Бугарија, како 1 милион марка. Од на мене ми дадат бугарската служба, значи направа 5 фондации, Сдружение Благовестие, како сакаш ќе го викаме, нека ми дадат и Србијето, и Бугарието, и французите по 1 милион. Зошто ќе ми дадат? Како сега американците, USAID, што плаќа Соросци, Рочуни. Го штитат ли бугарите? Го штитат. Георгиевски, Го штитат. Малце Па ме зашто чуди- ли дава кај имот? Малце ме чуди да речеме како Јордан Ристарски. Пасош успел му во ста- дава. Јас го објавих негов пасош во Струма. Пошто влегох во каналите на бугарската служба и човек од службата ми даде копијата на пасош. И јас го дадов на еден мој другар, жена му беше дописник во Струма. Во Струма. И викам, ја ти на Крци му викам, Крсто се вика тој. Ја ти викам, сега жената ти ќе стане најславна новинарка. Струма, 24 часа и труд го објавија. Дека му има дадено. Пасошо. Тоа беше Ѓорги Парванов и беше подпредседателката на Ѓорги Парванов кој објасни дека Лупчо Георгиевски има добиено бугарски. Да, и го објави со фотокопија, на Крсто жена му, јас го дадох. Јас имам и Струмата. Вестник го имам. А добро, ова визит карта шо ви е тука цело време? Ова ми е визит карта што проходните емисии кога ти зборех за Лупчо Георгиевски, кога сакавме Македонија табак да го купиме. Македонија табак. Нели ти зборех дека имаше директор представник на Ливио- Еурека? Ливио Аризи. Ливио Аризи, еве тоа е негова Еурека, визит да. карта. Значи од Маркетинг тога се и чувам. и директор за продажба. Главен и советник в НАТО.
Советник во НАТО. И еве хангаро на Бергамо во градот. Сега има тој хангар што требаше тука да е. Во Бергамо во Италија. Во Италија. Да, тука имаше хангар, ние ќе заработувавме. Да, има Бергамо и Италија. Разбираш, ние ќе заработувавме милиарди пари. Сите овие работи ги Чувам си пат како тоа беше, они требаше со Јурген Мош да дадат 500 милиона марки за клинички центар, донација. Сеќаш во претходните емисии? Да, тоа кажавме. Он ги донесе ни. Чувате тоа вакви работи ко бугарска. Чувам си за да кога ме викне на суд да му ја покажа. Кога тоа ми е на мене доказ. Не тужеше некој. Имам и меморандуми, не. Никој, јас колку што знам, никој постава што кажувате. Ама имам и од Еурека дописи кои се упутени на мојата фирма за соработка. А имам и рамковен договор. Како што имам рамковен договор, он е толку способен менаџер, премиер, Лобов. Добро, ја го знаете ли вие неговото семејство, да речеме семејството на Снежана Георгиевска, братот, дали ги знае? Они немаше леп да јадат. Татко и на Снежка, греотаеше од дом така, дори ми беше криво, брати доодеше секи втор ден на тепан во школа. Од тој беше пијаници и комарџија. Кој брат? На Снежка? Татко и на Снежка, Киро Таковски. Да. Ванчо, другар ми, секој ден на школа или през ден дое на тепан. Пошто тој ги искоцка парите и дома немаа леп. И јас идех дома, од един месек ми леп на фурна во двору. Зема цела кукла леп од големи кукличите. Ванчо Таковски што беше на фудбалски. Батеване на Беласица. На Беласица. Пандов, Стојков, нели што ги продаваше водите. Тој е брат на Снежана. На Снежана Георгиевски, на Соња и на Лидија. Три сестри. Три сестри. Лидија беше во дом во Демиркапија, а Соња во двориште, пошто вика, јас сум бил во двориште на школа, нека кажува ти таме работила Балдазабу, јас не сум бил там на школа. Вас ве учителка е била. Во Блатец. Па затоа доаѓа, он вели дека не знае дали сум бил Русиново, дали сум двориште бил, дали сум бил во Блатец. Јас сега бег во Блатец, и јас не сум бил таму на школа, а славех 50 години од матура во Беров. Значи, он некаде нешто е збркал. Заедно сте на школски другар со братот на Снежана Георгиевска. Да, ние сме другари. Ванчо. Он дојде трето одделение на полугодие, од пробиштим дојде. И мајка му се вработи во здравниот дом и седеше кај Чичко ми Атанас Аврамски, одма до хотело куќата, сите го знаат тоа во Беров. Значи, нема таа јавна тајна која си под кирија. Тома, како ги памтите овие имиња сите? Епа кај Чичко ми Атанас седеа. Вежбате. А Чичко Атанас беше директор во Ратево на школото, на основното училиште. И му беше празен спрато на куќата, и пошто овој инспектор по школите, по математика, се сигурно нашол со него, му рекол дај под наем да земам кај тебе додека изградам куќа. И тој после купи плац према циганската мала, ние така викаме таму, и си изгради куќа со 3 собички таму. Добро, Том, ајде, завршивме ова приказна. Остана за табак карнет, остана за цигарите да затвориме целата таа приказна. Филип Морис, големите комбинати или големите светски комбинати. Нели тие вика се борат против шверцот на цигари. Да. Јас од нив купувах, да знаеш тоа. Од кого? Од Филип Морис. Од Филип Морис. Да, само ми дава. Можете ли шемите да ја кажете? Многу просто. Ти имаше представништо тука. Уните адресува од која држава си во представништото. И ту беше представништо тука. Имаше да са Бора Дуракоvić беше директор на Филип Морис за Србија и за Македонија. И јас доа и рече, Боро, треба пи, зависи од купците во Италија. И јас врта Етиен, главниот бос на италијанската мафија, и викам спецификација. Он вика, јас не ја давам, дава Анджело од Лугано. Анджело доди и ми дава листу. Пример, 10 шлепери Ротбас, 20 шлепери Малборо. Цела гама, ама што се најтроши. И најсе трошише тогаш Малборото. А и Ротбас возехме. И Ентре 23. И голуас некогаш, овие француски. Значи, зависи од потребата на пазарот. Ама веќино ние го работевме италијанскиот пазар. Малборо, Ротбас. Значи, ако терав 8 шлепера Малборо, 2 са други. 20% разни цигари. 10 шлепери. 8 се исклучува Малборо. И они ми даа сметка. Јас плаќам на сметка. Шо плаќате на сметка? Цигари. Значи, пише си. Фактура си. Од кај ги зимате цигарите? Јас ги плаќам во Лихтенштајн.
Ги плаќате на ли? банка, која ми Филип Борис дава банка и фирма. А од кај ги зимате цигарите? Цигарите ги зија во Амстердам во луката. Во пристаништето Да, Амстердам? во Солун некојаш во луката. Или во Бургас. Кај ми и дотера, И кај ги носите? ги носат тука и од тука за Црна Гора. И после не знаете. После одат во Копар, во Котор, Во Котор. градот на Зидина до Будва. Таму се усидрува бродо. Кај што Бранко Мамула. Кај што беше преселен Бранко Мамула кој требаше Не, он е држава горе. Не е, он е в Котор. во Котор. Он е србин од таму. Добро. Јас него подпишах договор, кога да знаеш. Ето. Он беше најдобар министер за одбрана. Брат Кадиевич и поарен од Кадиевич. Вие не подпишавте. Со него подпишав. Со него подпишавте? Да. Со него подпишавте. Он ми подпишник. Да. Значи, ги носите во Црна Со Гора? Министерство за народна одбрана подписник на договор ми е Бранко Мамула. И скоро умрал сега, 100 години живеа. Живееше 100 години, 101 знаеш што, години. ето. И И он, најмест- и Јосип Манолич помина Да, 100 години, ето. и Да. овој што беше Најчесен министер Будимир Лончар, министер за надворешни. Не е како Кадиевич, дели Кадиевич избега. Овој до крај поштен. Беше Југославен и остана нели Југославен. Немам тука што да кажам. до Со крај. него ми е договор Савети секретар за народна одбрана. ССНО. Тој живееше во И звездичката ми од него, знаеш што. која звездичка? Налепницата. На колата. Легитимацијата и... Не, легитимацијата е друго. Налепницата за возилата са друго. Добро, што За значи да се тоа? Ајде, паркирам ние сме пред помлади. ССНО. Да може да се паркирам пред зграда А и Б. На тротоаре. Да не Пред тренам министерството, што беше само бомбардирано? јас сам на тротоаре. И некој опел. Служби. Тој ви ја дава, тој ви ја дава. Он е главен, он е сојузен секретар за народна одбрана. И тој ја дава Он ми ја дава. маркичка. Јас подпишав с него рамковен договор со Министерство за народна одбрана на Југославија и там пишу воти што работам за них е државна тајна. И тука подлежа под тоа. И тука е архиво. На -2 во зграда Б, кај удри бомбата. Јас го правех целиот центар, специјални комори, подигнен под од 60 сантима, за да не му влосува. Томо. Машини. Многу албанци ми се јавија овие 6-7 емисии што ги направено, вика ништо за Али Ахмети не кажува. Ништо не објавува за Али Ахмети, се Јас го имах досието в рака. на Али Ахмети. И не го зедов, ама сад ќе го зева. Ето. И ќе Значи, направиме емисија. Во некоја наредна Он е емисија, бил, нема тоа јавна таја. Србија го објави. Он е соработник на контробаштајна служба на Југославија. Имаше и број. кога објавувам, Значи, ќе направиме емисија. кога е вадам аферата Ибар Мама, Војко и Стрелец, таа афера и сега читате тамо, нели, се сомневате дали е тоа точно, дали не е точно. Има еден дел тамо за некаков базен во Кичево. Јас викам, во Кичево нема базен, одем во Кичево, барам базен, не може да се најде базен и наоѓам еден стар човек, стар кичевчанец. Тоа беше една како бурекджилница кој одите од Скопје за Охрид, од лева страна на влезот до Кичево имаше многу добра бурекджилница. И вика, да, имаше базен воен базен во гарнизонот во Кичево. Јас тогаш решавам да објавам таа и да имам она интервју со Божа Спасич, што го објавивме во Белград снимено, Не работел с Бошо. Не работел. Работел за да. Ја објаваме таа емисија. После таа емисија ми села Менду Тачи, прифаќа интервју. Ја 3 пати одам до Тетово, 3 пати одам до Тетово и таман да влеземе во Тетово на втората патарина, Менду Тачи ги откажува интервјуата. И така го немам снимено Менду Тачи, е мала некоја. Ако он е добар, он е да знаеш, он е патриот. Он е на албанците само патриот Тачи. Он е за се. Јордан Вистовски нели Не, кажеше како Јас сум со него седел во Дора. во Дора. 2000 година. Неформалното. Не, јас имам братучет кој живее на бивша една улица в Тетово. Уште живее таму. Дора е кафаната што беше седиште на ДП. Да, па таму тоа е бивша улица една. Југославска народна армија се викаш улицата. Да. И мој братучет, тоа е на Мона, на фирмата, од таму е роден и Ѓорѓе Момировски. Он е Момировиќ. Тома Момировиќ министеру, српски. Татко му од Тето, од таа улица. Мона, Тома Мона што Да, он е на мој братучет, прв братучет. они со потекло од На Тошо мајка му е Беровчанка. со потекло со тамо. Од Тетово. Од Тетово. Од улица Јена, број 20. И добро, цигарите ги носите до Котор, до Црна Гора. Тука ги товараме на брод, значи од слеперите наши ги истовараме. Рачно се истовараме. И добро Тома. Се ги зимате во Амстердам. Чекаме, Ги вртите пола Европа и пак ги враќате во Тоа е која не е организирана држава. Тука.
правило наши не требаше, оните нека ни наплатат. Што да истоварам? Гледај колку глупава држава. Нека ги паркирани, јас така им последните не ги истоварах. Стоеше паркирани во Маđари, кај Макошпет. Што да ги истоварам? Наплати си манипулални трошкови, кад га си истоварал и утоварал, плашам ти. Нека си стојат на камионе. И у 3 ден нека заминат, што да чекаат една недела. Сега зимате цигари од Амстердам. Да ги вртите од Брисел. Да ги вртите или Брисел, или не знам, да ја вртите цела Европа. Ги Романија, Бугарија, Македонија. И да ги вратите преку Црна Гора пак во Европа. Да. Се исплаќа ли? Се исплаќа како не. Каде име математиката? То не можам. Многу пари се тоа, Васко. Колку пари тоа? Многу пари. Па 500.000 е по камион. Што 500.000? Марки. Заработка? Да. Значи по камион 500.000 марки. 500.000. Значи по шлепер 500. Ама мафијата толку искарува, не јас. Мафијата, така? Да, јас имам 10.000 и плюс 10. Значи, ако имате 10 шлепери, 100.000. 100 земам за превозо и 100 за посредништво. За посредништво. Плюс сите трошкови ги плаќам на Макош. А мафијата, значи, зима од Полови шлепер... милион. Пола милион. Да, да неа чисто и остану. 10 шлепери, 5 милиона. 5 милион. Колку годишно вртите? А многу ни... Пази, јас не сум сам. Значи, не се само вие, да. Не сум јас сам. Они вртат сигурно па 100 камиона најмалку, може повеќе. 100 шлепер, може повеќе. Вие со колку шлепери располагавте во врвот на вашето? Неделно 10. Неделно 10. Да. Месечно, значи 40. 30-40, зависи од потреба. Тоа ни се е организирано. Тука нема, като тука не е организирано. Што Тука не се... стои ништо. Ни на склад, ни на брод, ни ништо. Што се мора... Цигарите одат во меѓународни води. Од брод одат на глисери. А на 2 глисера станува еден камион. Може да знаеш колку се глисерите. Значи, тие оние брзи глисери што од Црна Гора одат страшно нешто. до Италија, Не може ни еден ратен брод да изостави. толку се брзи. Па тоа е проблем кој го убива Раде Булатовиќ министерот. За одбрана. Он се скарува с Мило. Џукановиќ. Нешто се скара, не знам што. И Булатовиќ му рекол, че фане да го минира, да му обори бродо, да потопи бродо с цигари. Како министар, како војска на убија го последна недела, Убива. На стадионот на Рат. Да, на Рад стадионот беше го убија, наручен од стакло танк. Он е нашен Вујко, јас по тоа знам, јас со Дарко сам другар бех. Со Дарко Ашени. Страшно, јас му возех се на Дарко. Моите камиони. И го чеках за пари. Направи му 5 стури и на јас не да рече, иди по пари. Не мора сека тура да плати од моје поверење. Од мој пријател, ние се знаеме од Белгија, од Франција. Тука нема нечесна работа. Кога што дошли, че си платиш другарството е другарство, пари са си. Пари са пари. Да. И она баш, она си оди од кај него од вилата и го убива. И ми се јавува потресена. Викам, могу и мене да ме убие. Викам, не, он не е дошол за тебе, он е дошол за него. Значи, тамо кого да Да, него, он го убија Енри Хадри. Значи, да. Енри Хадри, Шатри. Он го уби, него. Дарко Ашени, Не ни сакаше албанците да го убијат во Грци, кој беше затвор. Да. Ама се договорија го екстрадира за Србија, да преживее. Така преживеа тој. И грешката е негова што не си внимаваше. Не го убила мафијата српска, албанската мафија или албанската држава. Ние не знаеме кој го убила Ашани, не знаеш тоа. Се уште не се знае. Не се знае. Другите лажат сите. Добро, Причина може да е само убиството на Енри Хадри. Што беше во Брисел? Он го уби. Тоа беше Кај Стојменов бе? голема афера. Во Санжил бе, кај Стојменов. Таму го уби, таму. Таму живееше он. Јас знам кај живееш човеко. Вие бевте Таму бех јас. Во Брисел? Живеев таму. тому. Сега да ја прашам само уште една работа за Франција, пред да ја вратам тука за цигарите. Со Васе Алонзи имавте некоја комуникација? Дружих со него, Васко ми добар пријател. Ни бачараци бехме едно време. 2 братучетки ни беа жените. Толку жени имал Васе? Не, он една Софија Куновска. Само... Јас повеќе имав. Па први братучетки ни беа жените. Значи со баџанаци со Васе? Долго дружих со него, он е многу еснав, многу коректен човек. Му помогнавте вие да работи во Париз, во Франција? Абе, толку го имам помагано да не ти кажам. Пеце ми го донесе да брег Чичкопу, од Битола. Што сакал, тоа су му дал. Ама без пари. Да плати кога има.
Добро, Томо. Ама многу ми е драг Васко, да знаеш, и тука Скопје, Можеме ли- кога ја тргна, они го ја продаде просториите на Силја Мицевски, пошто беше заглавил. Во Карпуш што го продаде. Тој имаше и во градски трговски. Се, имаше, ама ето, алкохоло прави своето. Жалост, он е многу добар човек, да Можеме знаеш. ли, не дека околу сат и 15 минути разговараме, да заокружиме тука за цигари и за нафта во делот на царината. Значи, вие добивате $1.500 табак, Јас си добил напред ги зема. си ги зимате. И се јава флугар на Анđело. И му рече, Анđело, јас имам 30 карнети. 30 карнети. Значи, они треба да ми испратат 30 камиона цигари. И Анđело вика, чекај, за неделја дена ќе знаеш кај да ги праќаш камионите на утовар. Дали Амстердам, дали Ротердам, дали во фабриката на цигари во Дали Брисел. Бургас, дали Солун. Од Бургас ми караше Илија Павлов, мултигрупа или фашисто, Живко. Живко фашист. Он ми возеше. Бугарија не су праќал мои камиони. Во Лихтенштајн има праќано, во Брисела, во Анверс, во Амстердам. Во Русија имате праќано цигари, имате шверцувано цигари? Не. Би било страв. Не можеш ти там да влезеш на пазар. Руската мафија не ти дава, ќе те убијат. Значи не ви дава. Там нема ни италијан, ни французи, ни некој како. Добро, со руската мафија како комуницират? Има една теза, Томо. Чувааше, јас си плаќав на нив 3% од договор. И нема мисла за работници, ни за мене, ама и неплатени сметки нема. Со русите. Се сам Мора имам. се плати. Јас си плата 3% и си немам проблем ни с наплата, ни со безбедност на вработени, с ништо. Никој не е смеал да помисли да дојде да прави бела кај Има нас. сега една теза, бев пред 2 месеци на снимање во Белград, многу луѓе кои ги знаат и познаваат работи во Белград велат дека руската мафија после војната нели помеѓу Русија и Украина, еден дел на руска мафија го има префрлено капиталот во Белград. И дека руската мафија истиснува српската мафија од улиците, големите бизниси, не знам, продажбата Не на може да ги истисне, СББ, тоа се продажбата, не знам, на овие Соработка мора да има. Ти не можеш на територија на некој кој е домашен, од Дека страна заедно и цени, дека поради тоа и цените на становите и цените на локалите. Соработка има. Значи тие се зголемот енормно за да може да ги вратат да ги има направат соработка, парите. има си соработка, неа истисну, оти, они без них не може да функционира. Значи ти без локалец. Што мора да имаш? Немаш соработка. ништо. Тоа се глупости, тоа се приказки. Човек кој се разбира во тие работи ми вели праша го Томо за Новочеркеск. Новочеркас е град на институти. Што е Новочеркеск? Тоа е на И 40 зошто да километра Зошто од да- Ростов на Дон. Од Ростов на Дон. Да. Таму живее атамане на козаците. Главниот атаман. Кој е воедно и главен мафијаш. Тој го држи Зеленчуку и овошјето. Одеса, Роздов, сегде. Од Ростов на Дон, А таму градев куќата на генерал Левет, јас ја градев. каде? Во Новочеркаске Во мајка. Новочеркаск, таму е градите? Нино си е местото. Ја срушив старата куќа и направив нова. На име на Александар Лебете Да, градите на него си. На него. Да не платила некоја Сбербанка, некоја друга. банка плати, ама на него име е градежната Која дозва. банка плаќа за него? Сбербанка. Ова што има пола Хрватска. Агрокор на Тодорич, која легува во стечај, Сбербанка купува Значи, тоа цела пола Хрватска е собственост на Во Сбербанка. тоа време јас имам и преку 30 експозитури реновирано на На Сбербанка. Сбербанка. А таа имаше 28.600 експозитури в Русија. Може да замислиш. Значи вие 30, а таа има 28.600. Да, и немаш од тендер. Завршиш таа, почнеш друга. Дава ти колку сакаш работа, која си точен, која си поштен. Нема потреба да... Како овој град на институти? Па таму, не знам, така го Катарина Велика, она е направила и порта, като триумфалната капија. Новочеркаски има. Добро. Катарина Велика направила портата. Тоа е историско чудо. Не е сега правена. Кога она била главната во Русија. И таму се сите факултети, институти. Тука е главните институти за таа цела област, да знаеш тоа. Ту сите одат да учат. И сега, например, пошто нема доволно студентски домови, жителите на Новочеркас секој издава од станува една соба на студенти. И градот бизнес. автоматски од 100.000 жители има 200.
Тоа е сезоната. Ја сад в мај диеш распусе, матури. Нема ништо. Тоа е Добро, страшно. Томо. Еве како на пример се Аз гради пиех сам во хотел, пази. Има хотел во Новочеркас, така се вика и хотел. Сам бех на вториот спрат. Можеш да замислиш, хотел имаш 6-7 спрата. Огромен хотел е тоа. и вие сам на втори Како спрат. Интерконтинентал во Белград. И вие сам на втори спрат. Нема туристи, немаше тоа. Ништо, јас сам. Да те е страх да спиш. И додек работници мои да спиат по оние соби, Кога ви е страх? да не сум сам. Не би да те е страх, не ме беше страх. Кога ви е Ме страх? чува мафијата, ме галија. Некоја русинка ви праќа да страво Се има, страво да ви го се има, бе, ако Васко. многу се плашите да Си има, Васко, страво да ви го земе. Таму нити додат сами од институтите. Само ви праќа. Институтки, нели инженерки. Пази, на сауна одех в касарна. Ќе го кажа и тоа, не ми е срам шо. Бил сам како сите. Во секоја касарна има сауна и базен. Во Русија. Да знаеш, 2 на 2 е, а 1,40 м е дебок. Стали не е давал повеќе подебок од тоа да не се он удави. Да не се удајстане. И тука ти е базено, тука е сауната Сауната. и има железен кревет, таков, никаков кревет, за масажа. И додат да те масираат тоа. И ти отвлетиш и затвориш вратата. И си зарачеш по телефоне. Шашлици, ржничи, бомбонјери, шампанско, водка, џусови, се стига. Од надвор стига во касарната. Чувате војска. Александар Најдобро. Лебед. Разбираш? Александар Лебед беше командант Да, на убија советската фактички на случај. советската армија Во Авганистан. Во Авганистан. Јас не ни рекоа дека хеликоптерот се е насукал. Дека перките на хеликоптер се заглавиле во далноводи за Екатеринбург. Екатеринбург, да. Не, јас мислам ти го оборија. Тоа е руска работа, не се Тој беше. после беше во Приднестровје, тој дел сега нели на Молдова Да. е многу актуелен, Кишинјев нели и ова што е Тирасипол, значи во Приднестровје, а од Приднестровје целото тоа оружје и по Грузија. Ама там има и по многу, близ- пази, там се најголемите складишта, знаеш. Најголемите складишта на Ма не е оружје. страшно. Там е најголемата винара во светот. Да, су бил. Не Сум бил во Молдова, двете винари. Јас сум чул, ама не сум. Милеште Мици, Страшно. таму и Јури Гагарин кога се симнува нели од вселената. Јас не сум бил, ама така велат, ама верувам на луѓето, пошто 100-200 метри под земја, значи тоа се коридори, километарски јас од слитам од Москва во Ростов, чекаме возачи на Атамане. Не било кој. Значи главниот атаман Линкол, 6 врати. ве чека Бел. на атаманот. И се што треба, и значи- шампањаци, и водка, и Значи сокови. атаманот е главен мафијаш. Еве, јас имам, тука си имам застава на козаците и си ја чувам дома во Малешевската соба ми е, Се чувате. чувам си српска застава, имам и на козаците застава. Томо, во Ростов на Дон е империја број 2. Ова аферата нели има империја 1 и империја 2. Да. Кога се санкциите кон Руската Федерација во време на Никола Груевски, кога цела Европа нели воведува санкции кон Руската Федерација, Македонија не воведе санкции кон Руската А, да. Федерација. И овие големи олигарси кои беа вклучени во аферата Империја 1 нели специјално јавно обвинителство што ја водеше, Се. отварат фирма Империја 2 во Ростов на Дон. Таму Они одат, оди Ѓорѓи оттам- Вовин, оди Конти Кавадарци, Гевгелија, Коки. Да. Сите одат тие, јас им давам адреси там да ја пречекаа. Да ја сместат. Сергеј Самсоненко е од Ростов На Дон. Ростов на Дон. Он не е некој бизнесмен таму. Имате служби, проверете си. И овој Савидис што е со Разбираш, не е некој. Савидис што е на тутунски комбинат во Ксанти, Добро, нели, добро. најголемите Така. грчки. И што е газда на грчки паук на фудбалскиот клуб. Тачно. И исто тамо потекнува нели од Ростов на Така се е. сметаше дека тој е еден од главните финансиери на Сириза. Не се неам толку богат како што се збори. Треба да си проверат. Самсоненко тука ги направи парите, какви руски пари. И тоа томо. Перат пари, пераше пари. Како Слушай, нема закон. Нели sad се бира гувернер. Да, на Народна банка. Моля ти се. Дај еднаш да видиме прво што направи Евростандард банка. Нели пропаднаа пари, чуда, свашта. Трифон Костовски, Он да. го следев кај тебе, Така е. го следа по сајтовите. Значи, он ги вратил парите и ги обештетил сите штедачи, што должи. Он не должи ништо. И сега му поделе кривична прижава. А са, и му го зедоа и банката. А од каде на него
Месец дена да дадат 110 милиона да покриеш сето тоа. Од Сингапур. Од Сингапур. Чи се парите? Значи, они се прали пари. Зашто? Македонија е најголема перална на пари. Јасно не, сите се тепа кој да е гувернер. Тие пари... Абе, 1%, слушаш, една година ти е доста. Тие пари што доаѓаат од Сингапур. Слушаш, една година ти е доста, а си гувернер. 100 милиона. Гледате, втор пат. 100 милиона. Човек со потекло од Охрид треба да биде изван Трајко Слаевски. Да. Значи, Љубе Трпевски, кој после завршува малце некој домашен, полудомашен. Оди и притвор беше. Притвор беше. Беше. Па сега го имате Трајко Слаевски. Значи, Охридското банкарско лоби испаѓа најсилно во Република Македонија. Како Најденко, јас го Најденко пишува. Зоран умре Најденко. Зоран Ставревски е исто така дел на таа групација. Значи, Јас ќе мислам, беше ќе помине. или Зоран Ставревски или Трајко Слаевски. Мијалков е тука. Значи, Мјалков е тука. Значи, појак е Сашо од Грујо. Тоа да знаеш вече. Ако поминеше кумчето, ќе беше Ставревски. Значи, Маđарска ќе беше. Значи Сашо Мјалков Он е главни бос. Трајко Славевски. Дон Вито Корлеоне. Се уште? Главни бос. Он са сите конци ги влече во ВМРО. Значи Мицкоски веќе он е лидер, ама на што е лидер нека си каже. Овој Мијалков ако не е он ништо, он ќе му сруши утре партијата. овој Не да што не. Ако сака Сашо. Кос, нели? Готов е. Мицкоски. Готов е. Значи, да знаеш што од мене. Од јас знам со Сашо дружев, значи, он ќе следи емисијата. Значи, јас сум во сите работи инволвиран од Панорама, од Водно, Гранд Хотел и другиот штаб на Грујо. И формирањето на сите комитети формира Мијалков. Каков Груевски? Сашо Мијалков го прави Груевски лидер на ВМРО ДПМН. Затоа мен никола не ме сака, од јас е истината, кажу. Од му реков очи. Ако не беше Сашо Мијалков, кој си ти бе? Кој те тебе познава Скопје, да идиш на диско право, ето. Да идиш кафич да се напише да кисела вода. Може да идеш в Прилеп да порага Мартин Треневски место тебе испитите. Тука е проблем. Мартин му полага. Ти го прашаш овој во емисија Јордан Ристевски. Мартин Треневски е главниот играч на Грујо. Прилеп е најчувениот град в Македонија по дипломи. Силјан Мичевски дипломира таму и Никола Груевски. Ама не фатаа услово, седмици, шестки, таму. Там таквија са сите. Поарно не оди. Поарно да немаш диплома, него да имаш купена диплома. Шо знаеш, толку знаеш. Значи, Мијалков е саламандеро. Тому. И следи добро, Мериот веќе не е негов. Зошто не зборат? Чиф е Мериот. Газда на Мериот е некој амерички генерал НАТО. Купено. Сашо Мијалков работи менаџментот само на хотел. Тоа е истина. Затоа сите овие НАТО генерали, американски ЦИЕ што дајат. Нини, готово. Нино е. Значи навечер ако Пашко, Нино е. седнете во Нино, слушай, во Сашо лобито, го си го е продал хотел, он си земал пари. И си гради во Охрид, гледаш, законо се мени за да градиш. за да гради во Охрид. Тоа е способност. Кој што сака нека вика. Нели рек веле во судо се сеќаваш што велеше Мијалков. Ако ме осудите, ќе лежа. Така? Да. Нели лежеш? Не е важно дали е бил лежал, дали е лежал на корем, на стомак или на грб, или не лежел. Добро, рековме дека сите овие големи директи, овие што били испраќени Технометал, Вардар. Да, татко му да е, знаеме, али не е убиен Јордан. И Сашо знае тоа. Но несреќа е случајот Јордан Мијалков, да знаеш тоа. Тој е Макотекс. Таму е Да. Илија Камчев. Сите се таткото таму. на Јордан Камчев, Аби таму е мајка му на Орцево Јордан Технометал Вардар, Мијалков, исто. Радка Камчева. Таму е, во Технометал е била. Таа вела дека е кадровската Таква е комисија политика, која ги праќа, ти мораш од тука да поминеш филтером. Ти без државна безбедност тогашно време не можеш пољак да си. Пољак, знаеш што е пољак, по полето да пишеш кој краде која наводнува вода или некој ако краде круши и јавачи во туѓа ливада. Значи таква е, системот е такав бил. Добро. Тому. Кога Бучковски сака да го апси Сашо Мјалков. Да. Он го затвори балет. Јас пиех тогаш во Олимписко село. И Сашо ми се јави, шефе, шо правиш? Викам, горе сум, идам по тебе. Со Мерцедес дојде чешки табици. И слегохме тука, се влегува кај балет позади и му ставиле восок.
До балет имаше еден кафич. Армариус. Примариус. Примариус, тука Конобаро е. Тој е брат на Софија Куновска, кој е газда. Јаков Куновски беше газда. А Конобаро Абрамски презиме како јас има. Родина мој работеше кај нив. И ние со Сашо секој ден седиме на терасата на Тебе роднини со Јагнула Куновска, нели познатата адвокатка. Да. Она име зна, она е Гркиња, Егејка како тебе. Егејка, да. А она е мажена у Куновци. Во Куновци, да. Да. Пошто тој Куновски едио беше во спорт и младај. Да. Тоа е линијата која водеше до Јово Трпеновски. Да. Последниот министар за внатрешни работи или секретар за секретар Јово Капа. Јо, не само што ми бил адвокат, Трпеновски ми беше личен пријател. И мене беше адвокат. Кога нешто ми требало да се консултирам, да направам, И мене ми беше и стојам на располагање, 20 години, ама следи и не наплача. ми беше. И не наплача. 20 ми година зимаш. во споредба со овие адвокати сега. Не. Со Джанго, со Љубомир Михаловски, Јово беше Па во се споредба. сеќаваш кога ги подкупив овие кривични совет. Јово ме заступаше. Кај се збореше? Нигде. Дело нема, се укина делото. Свесен ли си тоа? Тоа може само Јово Трпеновски да го одигра. Добро. Ајде да завршиме саат и 30, пак ќе мора на 2 дела да правиме емисијата тому. Ајде да завршиме со балет кој Бучковски сака да го Но он не само да он иска да го апси, да го затвара балет, му стави пломбите. Пломба е ставена на Ставена. И вие со Сашо се среќавате во Примариус. Ние секој ден се тоа среќаваме после. Во Примариус. Он додеше, јас пие горе на панорама и он додеше по мене. Или Алан додеше. Бодигардо шу му е. Менаше се, ама повеќе Сашо додеше. Алан на 2 пати. И ние тука доеме и брифинг правиме, што ќе правиме, како ќе правиме. Оттам е в трговски кај Джино. На Градски трговски центар. да, Во нешто и се италијански разводиме, јас тротоар. сум весник права. Значи толку блиски сте вие со Сашо. А он влезе, еве ти ја, легитимацијата ми е тука, на клон. Тоа што ти викак сведок е офшорка. Јас сум до 84 број сам собственик на сведок. После на Мијалков адвокатот прави овде офшорка, Кој адвокат? Антонио Апостолски. И се вика клон. Се вика клон. Да, шовка, офшорка. И го ставаме сведок внатре, за да ми го платат 150.000 евра, која ќе дојдат на власт. Они дојдоа на власт, не ми дадоа ништо. Јас си го повлеков Куќата на сведок. тој еден од адвокатите на Мјалков подоцна беше сместен еден од последните шефови на ДБК на периодот на транзицијата од Никола Груевски кон Зоран Заев, познат како Џони Гитара, нели? Тоа Росина Ременска го објавуваше, го кажуваше во интервјуто во емисијата во Центар. Да, не. Така исповрзани сите. Сите, там мора да си врзан. Они така те задушат да прават ти услуги и ти си купен. И ти ако имаш малку човечки, ако си човек, ќе вратиш услуга. Нема да не вратиш како. Значи, секого Врзан си. загуша држа. Јас сега се спремам, не оне пат рекол човек. Сега ќе бодав мерод да му честитам, па веќе ме части едно кафе, пошто Дило го е направил со американците. Сашо. Продаден мериот. И баш од јас се дружи со Алектера. Затоа не е мериот на црна листа ставен, значи јас постојано се прашав. Јасно ти. Зошто не е ставен Нема ако веќе. Сашо е Он на сега црна листа? руководи, он Зошто го сите менаџира. Он го менаџира. Сите американци да се во мериот, тоа Он не го е беше јасно. менаџира, а акции нема, ги прода. Ама си гради во Охрид, што? И како го спасувате Мјалков? Он си Од се Бучковски? спаса. Со Бучковски? Не. Бучко се сам испазари? повлече. Не, он се сам повлече, усетио ти е тешко. Знаеш оти... Но Бучковски не заврши на топол оброк 3 пати на ден во време на Груевски, токму поради Сашо Мјалков кој ме врати услугата. Тачно тоа. Ето тоа е. Договор. Тој е Опадна договор. договор. И после, нели, беа му турили граната на колата. Беа му намутали пешадиска граната на Сашо на задното тркале. Знаеш, тие гранатите, која извадиш осигурачи и ја фрлиш после 10. Бројш до 10, да не ти пукне в раката. И беа му ја намотали така машки на сајла, која ќе тргне колата, сајлата се одмотува и го влече осигурачи. Ама он не тргнал. И експлодира на паркингот тука и Беверли Хилс. Тоа се спаси. паркираше. И се спаси. Ништо, експлодира колата, таму го стално паркираше Мерцедесот,
Ама ништо, ја оштети Тој колата. Мерцедес со чешки. Да. Што имаше во Чешка? Што имаше во Прага, Сашо? Он имаше фирма и имаше и пицерија со Владо. Со братно. Па они со таму другари со Бинич фудбалеров. Со Драгиша Бинич. Да, добри пријатели се. Драгиша Бинич беше со Аркан, нели? Беше во Обилиш Не, оси кај нас стално. Бина е фудбалерна звезда на прво. Црвена звезда, после беше нели близо. Ама капуваше, Бинич не пија части и сите која. Влезе во части шаткарницата и штапил сви. Тако джентлемен Бина. Најдобар джентлемен од фудбалерите. Томо, ај овој дел на емисијата, значи првиот дел, пак ќе имаме два дела, да го завршиме. Како се гради куќа на Александар Лебед? Што треба да биде ставено во таа куќа? Велите тамо во Проект мора да постои. Значи мора да има некои безбедносни, како се гради, се става некои камери. надзор, има си надзор следи. Си има надзор. И проектот го јас добиен комплетен. Проектот го беше цртала некаква руска фирма, ама многу читко, многу јасно. И се тука опишено, кај оди струја, канализација, парно, марно, камери. Некој посебен материјал или Не, се си нормално. Црвена цигла Не, циглата е од Беочин. од Беочин. Фасадна цигла, е. Во Ново Черкаса, кудеш там нема фасадна цигла никој. Од Беочин. Тогашно време таа само куќа е направена од фасадна цигла. Он си така сакаше. Значи тој сакаше така. Не сакаше црвена цигла традиционално како Кремл. Како Кунцево. Оде Кунцево за сите били црвени, Како Кремер. а Сталиновата е само зелена офарбана. Да, знаеш што, јас така. там живеех. Само неговата е со зелена боја. На Сталин. Само на Сталин. А Кремл глашот е се црвен. Да. У левете е сивкасто е такова, слонова кост. Некој со ваква боја. Да. Од Беочин. Да, од таму. Да такви се тие тулите, циглите. Такви се таму. Од Беочин што се. Од таму, два шлепера, и еден, три шлепера, ама пъна цигла е, паси. Не шуплата, печена за така, пъна. Тие правите таму. Таму И отзидаме. колку чини да речеме една таква дива? Ние караби направихме. Карабина ја правите. Да. После Азема 14. октомври Крушеваc мисля. Да ја опреми, да ја среди. Дејан Цветковиќ ќе зема после. Тоа сигурно. Он имаше поарни мајстори од нас. Лебед беше многу близок пријател со Ристо Гуштеров. Па виж, јас тоа ти бил. Дел македонски Ристо новинари. беше под Кирија. Јас сум бил кај Ристо. Пошто тој беше под Кирија кај Зоран Бечировиќ. Зоран Бечировиќ го вика по Црна Гора Чочо. Тој го купи хотело Авала, што е бившиот хотел на Државна безбедност Југославија, негов. Во Будва. Будва. И на Колашино спа центарот е негов, ето, знаеш. Кој искаш ќе те одведа таму без пари. Да поседиме. И јас со Зоран дружих. И кога одех во Фарман, Зоран имаше италијанци партнери. Куштяров додеше туа на четврти спрат беше. Се качуваш. Римако бе, там беше, Римако. пиша си таблата се. Да. И јас го тука прв пат сретнах. Тој е пријател со Александар Лебед. Били са пријатели, а после дали са поддржували, не знам. И Зошто? Слава Зајцев кој доаѓа тука во Република Македонија, нели рускиот Армани како го нарекуваат. Добро. Тоа беше еден од најголемите спектакли во текот на 90-тите Ама години тоа- кои се тоа- правеа, тоа е со манекенките кои дојдоа Да, тука, нели, од он- руските манекенки и така. И он беше, ти велам, не беше толку моćен Ристо Римако, беше под Кирија, некако овие се собственици на Паб Лондон и на Тверскаја. Одма до американската амбасада е. На Зоран Бечировиќ е Паб. Он вреди $10 милиона. И има кабина од Лондон, телефонска. Нема телефон в неа, како декорација. Само кабина. А шанко е 800.000 фунти. Од Лондон свален, тука уграден. И картичка добиваш, като кредитна карта. Ако немаш тоа, не можеш да влезеш, като на метрото си тука. Кога сте во врвот на Мокта, кои автомобили, какви автомобили возите? Возех, јас да ти кажа, највеќе бех, возех и Мерцедес 280, Корвета имах, Рено, Пежо, секако се возил. Нема што не се вози. И Citroen возех. Ауди возех. Многу гледачи ми рекоа да ве прашам. Возех и БВ 730. И го дадох на Пеце, му го поклоних. На кој пеце? Од Битола мој другар што почина. Таа ќе одам Битола на гости кај брат ми.
Другар мој, на брег Чичко мој, на пејачо. Го спомнавте во едно од Ќе одам во едно од сега со претходните- брат му се слушаше со Јорко. со едно од претходните емисии. И се договоривме следната недела одам Битола. Тому, ајде овој прв дел да го затвориме со прашањето. Бевте пријател со Милошевиќ. Бев многу пријател. И на крај мора да го напуштите Белград поради конфликт со Милошевиќ. Да. Како се скарувате со Милошевиќ? Со Слободан Милошевиќ? Многу деликатно е мој случај и тоа не можам се да го опишам пошто Кратко за да можеме да завршиме. Значи Марија се забавляше со Здадо Вујошевиќ, мој пријател. До 13 години беа заедно. Сега не е со него, сега живее сама. И дури во Милано се дружевме, ако идеме надвор негде, и по кафани одехме, по сплавови, по бродови и По сега. се, како што треба. После јас сум бил и на Толстоја 33, дома. Дома ке нив. Бил сум, многу пати сум бил. Па нели Аркан тврди дека не бил кај Милошевиќ. Јас сум само со Аркан бил дома 4 пати. Ки Милошевиќ. Да, на Толстоја. А во преседателството, Толстоева е Вила Мир, што ја викат. не, Вила Мир е друго, там е са гробаре. Томислав Николичев неа. Не, Така. са е тачно он, оти Вучиш не спие там. Там кога си ми слово. Слободан. Значи, на Белије двор е гробаре, Томислав Николич. Тоа е Ужичка. Толстоја е друга улица. Она е како вилица тука. Разбираш? Значи ви одите на Одиш од Ужичка и право врк, овако лежерно Одите, на лево и Ки Толстоја. Милошевиќ, одите значи Она е 33, она 33. куќата купи тогаш од некој, од државата ја купи. Ама после продолжи он, ја реновира, догради. Ја догради, ја направи. Он ја купи тогаш за 250.000 марки. И јас бех купил плацо 44 број. Ама го продадох на Милија Милисавлjević. Не сакав там да бидам, пошто дојда Карич и дојде Дафина, викам јас не сам за тука. На Милија му го продадох плацо. кој е Милија? Милија е имаше фабрика за намештај и најбова робна куќа у Београд до негова на 29 ноември. Италијански намештај само. Кој Милија Будисавлjević? Не Милија Милисавлjević. Милисавлjević. Спонсор на СДГ. На Аркан, на мен, на сите. На сите значи. Но наш другар, јас го учех билјардо да играм. Америчко билјардо тоа не знаеше. И како се карате со Милошевиќ, па мора да напуштите. Па скаруваме се, пошто јас не работех сите универзитети и Приштински универзитет требаше да го правам. Машински факултет во Приштина. И тогаш беше министер Данило Ж. Марковиќ. За наука и култура, што ти знам да. А пази, јас давам оглас, и они се јавуваа по оглас. Значи, јас објавувам во свет компјутери, во рачунари, продавам рома на рати. И како и на граѓани, како и на правни лица, исти услови. И дојдоа едни луѓе од универзитетот во Приштина и 20 компјутера да им умрежам. Како сите ги факултети правев, Министерството треба да плати. Ама тие не им дале пари, они собрале сами пари. Јас не сум знал тоа. Јас ние им правиме профактура и они ни плаќаа на сметка од факултетот, како и другите. А ние откај знаеме од вие сте ги собирали парите, ние откај знаем од кај ти се парите. И тие ги уплаќаа опремата. Ама при правење на спецификацијата јас заборавам да пресметам хард дисковите, тоа е голема ставка во компјутер. И тие плаќаа, јас утре, знаете, им се јавувам, прашам им факс. Оти мора да доплатат 20 диска додатно. И они си доплаќаа лучито. И догорно беше после месец дена јас да пуштам екипата да ја направи мрежата на факултетот. А јас пред тоа имам симпозиум во Сава центар, каде на сите факултети викам, ГИС го промовирахме тогаш, да дојдат кај нас после семинаров во просториите мој во Сава центар и сите универзитети ќе добијат оригинален софтвер, лиценциран, без пари, да прават кадри. Разбираш ме? И така и тие дојда, сите дојда, и даваме на сите, тоа се спакувано како што треба. Некој кажал дека сум дал и на Приштина.
И ме викна в кабинет. Како си смеел, па викам, па факултети. Ако на факултет не дам, коме да дам? Па тако се стварају кадрови. Јас сам викам отворил две школе. Една в Новом Саду и една у Београду. И колку више кадра има, још болje, он ствара друг, трети. Ти си балавац, како си смеел, то си морал да питаш. Викам, кога ја да питам, јас сам приватна фирма. Што ме ниште питали кад радим радаре у РИС, кад склапам двојка у Иваси Милојнич град, кад вама даем, кад радим центар у Генералштаб, у МУП, свуда, никад до сада никој ништа ме не питao и ви сад мене ме питате. Па јас сам мислил, ту нема никаква страст и опасност, оди факултетот че има 4-та генерација. Ово неќе моći тако, знаеш šta, да, а мрш наполje тамо. Викам, молим, мрш наполje. Викам, сте ви сигурни? Губи се ми, вика. И јас му викам, многу ми е на она ствар. И си излаза. Тоа е некаде ноември. Во јануар месец покушаа да му убијат. И дојде до обрачун со службите. И се деси што се деси сад. И ја напушта Србија. Морах да заминам. Тоа е значи основата на конфликт. Да. Тому. Фала Морах. многу. Можех и повеќе да кажам, ама нема потреба. Се ја кажам. Одлично. Саат и 45. Добро. Ќе имаме второ продолжение. Нема проблем. Второто продолжение наредната недела веќе ќе умитоме. Да. Ќе мораме да одговориме и доложиме на публиката за дедото на Вања Ѓорчевска, дел за Љупчо Палевски, за Не е Ванчо проблем. Лазаров. Не е проблем. Што сте плаќале? Што ја, што знам? Како сте плаќале Види, Васко, тоа е јавна тајна, тоа го сите Сега знаат. отворивте една тема. Да. Тоа е Панорама, тоа е Гран Хотел Да. или Холидин. Како се предава власта во ВМРО ДПМН? Така е. Што се случува, значи многу работи. И на крај крајава нели нешто за Аркан да ја прашаме колку пари ги остана должен Аркан. Ајде тоа наредната недела во 22 часот. Океј, ваши договори. Ова беше емисијата во Центар, првиот дел на интервјуто со Тома Аврамски. Не останаа многу работи. Вања Ѓорчевска, дедо Иванчо Лазаров, шверцот на цигари, шверцот на нафта, односите со Никола Вуриевски, односите со Зоран Заев, односите со Љупчо Георгиевски, како се правеа пари, шемите, пари во кипарски банки, пари во лихтенштајнски банки, така натаму и така натаму, Панама, сето тоа во интервјуто наредната недела во 22 часот со Тома Аврамски, втор дел на интервјуто со Тома Аврамски. Се надам дека со овие две интервјуа ќе поминеме повеќе од 2 милиони прегледи, и ако ви се допаднат овие две интервјуа, може би здравје Боже по една година да имаме некои нови снимања со Тома Аврамски. Во онлайн емисија за или политичка анализа за мембари вторник 20 часот и 30 минути, ново интервју со Тома Аврамски недела 22 часот, до вторник и до недела. Пријатно вечер Македонија, каде да си.